Здраво Македонија! Во ведниот коментар во овој стендап планирав да биде исполнет со некои други теми, но нешто што се случи денес во Кочани ми ги промени плановите. А имајќи предвид дека после овој вовед ќе имаме анализа точка по точка буквално на обвинението кое конечно беше поднесено за ужасот во Пулс со искусниот експерт за криминалистика Љубомир Ѓурчевски, не е лошо сите уште еднаш да погледнеме потемелно овој пат за причините и последиците од дискусиите во Кочанскиот совет денес. Што таму се случи? Се започна кога на говорницата застана Аки Акиов, советник од советничката група на СДСМ. Понека без возбуди, значи би слушалите пред опште. Имате право сите, Аки повели сега, еве ти говорница не Почитуван повели. колега Мирче Стојков, ти овие 3,5 години, шо бе црвли? Збориш му на Венко дека воде селективна правда. И како не те е срам, изгорокте ги децата у дискотеката плюс 60 жртви имате, 250 луѓе имате повредени, луѓето немат завој за... Аки, значи или се обнесуваме како што треба или како некоја седмица. Значи очигледно сакате сега да направите инцидентот во статут. Ете, слушнавте што кажа советникот Аки. Му се обрати на колегата советник од ВМРО ДПМН со бедна политичка реторика и зборовите ги изгоревте децата во дискотеката. Тоа му го рече. Мене ми е грозно, ама еве, слушнете го уште еднаш. И како не те е срам, изгорокте ги децата у дискотеката плюс 60 жртви имате, 250 луѓе имате повредени. Така почна муабетот денес, бидејќи и денес на повеќе медиуми, па и на Facebook профилот на ВД градоначалникот, овој дел го немате. Исечене. Зошто? Кој знае. Веројатно случајно. Но, може и да го побараме одговорот на денот кога се бираше ВД за општина Кочани, ВД градоначалник, и на тој ден советниците на СДСМ го имаа следниот став. На ова видео ќе си го видите и Аки Акиов. Затоа, советничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија нема да истакнува кандидат за ВД градоначалник на општина Кочани. Сметаме дека поддршка треба да добие оној кандидат кој што ќе одговори на нужните потреби на нашите сограѓани. Добро, што ова ќе значи кој кандидат ќе го поддржи дека советничка група? Сега официјално ќе го искажеме нашиот став. Согласни? Се бираше нов градоначалник, ВД градоначалник, не цел месец после трагедијата, откако градоначалникот од ВМРО Папазов заврши во истрагата, а денес и во обвинението за Кочанскиот ужас. СДСМ реши тогаш да не истакне, да нема свој кандидат на изборот за ВД градоначалник, а пониза на други политички случувања во кои една советничка од ВМРО даде оставка од советот баш пред да се гласа и уште еден советник си гласаше воздржано, СДСМ со поддршката фактички го избира независниот советник Венко Крстевски за ВД градоначалник. Така, сега ви градоначалник. Ете, и честитка доби од Аки, кој седеше и веднаш до Венко и на самиот избор, односно додека се гласаше. Спорно? Ништо. Направиле политички гимнастики, решиле да скинат еден градоначалник на ВМРО, направиле план, го поддржале и избрале Венко Крстевски. Тоа е тоа. Може би затоа и не сакаше ВД-то да реагира кога другарот Аки Акиов од говорница се обрати кон советник на ВМРО со зборовите "Ги изгоревте децата во дискотеката", што е во најмала рака срамота на најчувствителната тема во Македонија да се тера ваква бедна некрофилска политика. И како не те е срам,
Изгорохте ги децата у дискотеката плюс 62 жртви имате. 250 луѓе имате повредени. Аки, значи или се обнесувате како што треба или како прекинат седмица. Значи очигледно сакате сега да направите инцидентот во статут. Имаме 44 Пред малку, Не, аз не зашто не го прекина Мирче Стојков? Ама не Сега може сакате да- да... Пауза. Викате селективна правда. За каква селективна правда зборате вие тука? Ама затоа, кога советникот Стојков му одговори со еден специфичен комплимент на Акиов, започна реакцијата и физичката активност во Советот. Аки Акиов, кој започна говор со «Ги изгоревте децата во дискотеката», после реши да дели и лична правда и физички го нападна советникот на ВМРО Стојков. Но беше прецизен во тој напад, како и во онаа оцена дали е нормално или не да користи зборови како «Ги изгоревте децата во дискотеката». На што доби комплимент дека е гомнар. Да сумираме, уште еднаш со хайлайтс од шоуто на Аки, другарчето на Венко. Како не те е срам, изгорохте ги децата у дискотеката плюс 62 жртви имате. На кого гомнар? Па на човек кој кажува вакви работи. Како не те е срам, изгорохте ги децата у дискотеката плюс 62 жртви имате. Некои комплименти некогаш може да кажеме дека се објективно заслужени, нели? На најболната тема му викаш «Ги изгоревте децата», бидејќи си политички поткован како животно кое носи потковици и внимателен и вешт како слон во стаклара. На таквата бедна навреда и клевета човекот ти одговори со комплиментот «гомнар». И потоа следеше ова. Што мислите? Зошто се случил овој инцидент според ВД градоначалникот? Сега ќе чуете. ВД градоначалникот на Кочани Венко Крстевски вели дека поради случката не се изгласала точка за меѓуопштинска соработка. Според Крстевски, денешниот инцидент бил поради прогресот кој го има Кочани во последните 2 месеци. Да, поради прогресот на Кочани, особено овие 2 месеци, другарчето Акиов обвинува други дека ги изгореле децата во дискотеката, односно користи најголема трагедија за бедно политичко препукување во кое си го брани другарот ВД, а обвинува политички противник дека ги изгорел децата. Тоа се вика најбедна некрофилија и не е непозната за оваа група. Но градоначалникот, видно потресен по инцидентот, сними едно видно потресено видео во кое вели дека прогресот на Кочани им сметал на некои, па затоа имало инцидент. Гледам навреди, обиди за физички пресметки, нешто што е недозволило. Јас како градоначалник тоа нема да го дозволам. Ке работам посветено во интерес за народот. Предходните 2 месеци сработено е можеби повеќе отколку во предходните 3,5 години. На некому не му чини прогрес на овој град. На сите во Македонија им чини.
прогресот на луѓето, прогресот на Кочани како град. Им чини, дури мислам дека повеќето од нас би се откажале од многу работи во својот град за да има нешто повеќе за Кочани. Ако има нешто што може некако да ја ублажи оваа невидена трагедија. Ама две работи имам да искоментирам на ова. Прво, говорот политичка кампања, како да е во кампања, после инцидентот кој започна со провокацијата ги изгоревте децата во Кочани. Таквиот говор политички како во кампања не е на темата. Градоначалникот ќе беше добро да апелира, да не се злоупотребува некрофилски трагедијата од Кочани во политичката некрофилија на неговите поддржувачи во Советот. И после оној хедшат, после оној нокаут со шишето вода, требаше да каже: го осудувам инцидентот, жалам што се случи, ќе побарам јавно да се извини и да сноси правна одговорност советникот Аки Акиов за физичкиот напад. А за советникот Стојков си има процедури во кои Акиов може да го тужи за клевета, па на суд да се докажува дали да му речеш некому ги изгоревте децата е гомнарски потек или не. Тоа требаше веде градоначалникот да го каже, а не да држи политички говор дека тој го препородил градот за 2 месеци, а оние кои нели ги изгореле децата сега сакале и Кочани да пропадне цело. Таквиот говор е беден, исто како и овие случувања во Советот. И не ни апелирам на ништо, срам ми е дури и да апелирам на вакви теми. Се надевам само дека ќе најдат сила сите инволвирани да се однесуваат како возрасни луѓе. И токму поради невидената ужасна трагедија да ги скротат сите други лични и страсти и фрустрации, бидејќи е срамота и жално. Одиме на разговорот во студио и анализата на обвинението за Кочани. Детална, буквално збор по збор. Со Љубомир Ѓурчевски. Останете со нас, започнуваме веднаш. Вечерното шоу четврточно издание прво за оваа недела продолжува со разговорот во студио. Како што ви најави, веќе вечерва имам еден гостин, неколку месеци не сме го виделе, меѓутоа мислам дека денес е вистинскиот момент. Бидејќи прво во Македонија не постојат многу лица од неговиот калибар и профил кои што се доволно подготвени, храбри, како сакате тоа наречете го, да излезат пред камера, да зборуваат, да ги изложуваат своите професионални анализи поради неговото богато минато искуство. И затоа што, втората причина е затоа што минатата недела во ден петок, значи пред 6 дена, беше конечно поднесено обвинението, обвинителниот акт од страна на републичкиот обвинител Љупчо Коцевски за случувањата за онаа трагедија, хорор, ужас во Кочани, во дискотеката Пулс. Имајќи предвид дека цело време, ево јас лично се застапував за таа теза, дека треба да се сочека обвинението, после да се коментира. Еве го сочекавме и вечерва ќе го коментираме со Љубомир Ѓурчевски. Добро вечер и добре дојде. Добро вечер, поздрав за гледачите на Не верувам дека има некој што не те знае, познава или нема чувство од која сфера доаѓаш, меѓутоа ти си бил долги години во системот за безбедност, може така да кажам, така. Значи во полицијата ги водеше истрагите до 2013 согласно законот за кривична постапка, така да искуството е тука во тој дел. Ако би биле се пред 2013 ова истрага, полицијата би ја водела. Истрагата че ја водеше полицијата, че беше поднесена конечна кривична пријава, обвинителството. Ке го оценуваш? Обвинителството че добиеше целиот материјал, че го добиеше преку истражниот судија за да изготви соодветен обвинителен акт. Што мислиш ти за оваа логика да се чека, без оглед на се, да се чека, да се види што обвинителството ќе сработи или нема да сработи и после да анализираме и коментираме наспроти оние дневно политички препукувања кои што ги имаше во јавноста, реагира од ДУИ, реагира од СДС, не знам, Левица, дали мислам дека и Левица нешто реагираше, генерално опозицијата не го сочека обвинението, туку оценуваше априори, изнесува од СДС некои позиции зошто не бил овој, зошто не бил онај, овој бил скриен, сокриен, заштитен, па кога имаше апсења, тоа не било доволно. Субјективности и така натака. Субјективности милиарда, да. Ајде да почнеме Ајде. Значи, јас во неколку наврати, нели после она трагедија што ја има со операцијата со болеста, нели излегов по неколку медиуми и ги кажав моите видувања по однос на тоа дали и како треба да се води целокупната таа постапка и колку
политичките елити треба да влијаат, односно политичките партии треба да влијаат врз независната работа на обвинителството и секогаш го поздравува фактот што владата и власта заземаат еден став дека истрагата не треба да се коментират, на обвинителството треба да им се даде можност да ги преземат сите действија согласно закон и да излезат со соодветен обвинителен акт против сите инволвирани по било кој основ кој што допринеле да се случи таа монструозна трагедија која што ни се случи во Кочани. Дали тоа се оние што викаме системски пропусти, слабости, од типот на лиценци, лиценцен систем, пренамена на објекти и така натака, каде што државните институции нели имаат своји надлежности, давале, не давале согласности, фалсификати и така натака, и она што викаме вечерта действија кои што се случиле вечерта, критичниот момент кога настанува пожарот и кога ја имаме таа трагедија која што ни се случи во Кочани. И мислам дека секој пат власта добро постапуваше со тоа што не влијаеше и не се мешаше и не ги коментираше работите на обвинителството, иако беше обвинувана за субјективност, за политички мотивирана истрага, дека се гонат само одредени лица, не се преземаат одредени действија према било кого, така да јас во една прилика во овој медиум, во една друга дебатна емисија за и против, кажав дека кога ќе излезе обвинителниот акт, тогаш можеме да зборуваме за се. За се, затоа што јавното обвинителство ќе треба да даде цврсти образложенија за тоа зошто некој е иземен од постапката, немање на докази, последици кои што настапиле, дали последица смрт и така натака. Значи сите тие действија и она што и тогаш го искоментирав и сега ќе го искоментирам. Значи, никој на јавниот обвинител не му забранил да ја прошируваат истрагата и постапката се до, дури и на главниот претрес, до завршниот збор. Значи, може да до тогаш има право? До тогаш има право, согласно ЗКП, да ја прошируваат истрагата и према други лица. Тоа и се случи. Јас секој пат коментирав и кажував дека потезот што го направи министерот со разрешување на раководството кое што беше поставено од негова страна, тоа е втората ден после трагедијата, сите тие нели беа разрешени, беше пратена. За не влија никако на истрагата. За да не влијаат на истрагата, никој не му забрани тогаш на обвинителот за гонење на организиран криминал, за сторени кривични дела од полициски службеници, тој ќе тогаш да ги земи во истрага. Што ги зема сега пред 3 дена. Да, ама тие биле предмет на обработка на внатрешната контрола. Не, внатрешната контрола ја тргаме. Внатрешната контрола тргнете ја. Зборуваме за истрага. Затоа што во истрагата е многу битно никој да нема влијание врз професионалноста и она што викаме делувањето на јавното обвинителство во примената на законите. Ти се согласиш ли со мене или не, да? Ѓурчевски, дека во ваков еден случај е многу тешко да се сокријат докази, бидејќи се работи за трагедија како што е пожари, кога ги ловиме ние институционални постапување, непостапување, слабости или не, тоа сето е или не е запишано. Ако е запишано, покажува има или нема слабост, ако не е запишано, априори покажува слабост. Ниту па може да се прикријат трагите од лице место, подигнати од лице место, затоа што сето што ќе се подигнати од лице место за време на увидот, ќе биде подвргнато на вештачење. Така е. Механичките вештачења, вештачењето на кабли, на електроника, на и така натака, на се што е причина што довело да се случи тој настан, значи никој не може да ги сокрие. Затоа јас заради економичност на постапката, тоа е начело во кривичното право и во кривичната постапка, викаме заради економичност на постапката, јас се залагав и често пати по медиуми коментирав дека треба да се раздвојат во два обвинителни акти, без онај оделот организиран што го води према полициските службеници, тој си е засебна истрага,
Таа се уште не е завршена, се уште трае, се уште таму немаме обвинителен акт, се очекуваат за скоро време, ама да ги оставиме да си работат. Луѓето нека си работат професионално, без надворешно влијание и без никакви политички притисоци, па кога ќе поднесат обвинителен акт, тогаш ќе го коментираме. Ќе оценуваме и ќе коментираме. Така е, вака е и така натака и така натака. И затоа јас зборував и стално зборувам по медиумиве заради економичност на постапката, да има, например, по 2.13, во тој случај ќе има по 2.13 обвинети 15 максимум, затоа што кога имате гломазен предмет, еден адвокат или една странка нека не дојдат на судењето, на рочиштето се одлагат. И тоа може да предизвика додатен револт кај граѓаните со цела оваа трагедија, која што семејствата си ја почитуваат. Ќе коментираме и за влијанието на политичките партии врз семејствата, што е по мене не некрофилија, по мене е една грозоморна работа. Дајте да ги оставиме луѓето нека си тагуваат со својата тага, колку можеме да помогнеме, да не се мешаме во нивните работи, да не мешаме политика, тамо каде што не и е местото. Пред да го анализираме обвинението дел по дел, да. Во однос на атмосферата пред да биде поднесено, чисто сакам да искоментирам, бидејќи тоа продолжува тонот на партиите, конкретно СДСМ кон ВМРО со разните обвинувања, беше изместен фокусот на дебатата, во смисол СДСМ се обраќаше кон ВМРО, како ВМРО да ја води истрагата, а не Лјупчо Коцевски, кој што СДСМ го бира во собрание. Ако не беа задоволни од Коцевски или има замерки кон Коцевски, може да поднесат 100 пати барање за интерпелација. Тие не го направи тоа, напротив тумачеа дека тоа што ВМРО се откажало од интерпелацијата за Коцевски било доказ за некаков ала швериш, а не уважувајќи го ставот на ВМРО, односно на владата, сочинето од ВМРО знам Лен, дека сите постапки во однос на Коцевски се адакта се ставаат, замрзнуваат, бидејќи никако не сакаме да се доведеме до ситуација, вика, да испадне дека сега сакаме па да ја попречуваме истрагата. Еве, се случи трагедија, нека работи. Така, да му овозможиме непречено и без притисок да ја водит и да ја координират истрагата, она што е главна надлежност. И за волја на вистина човекот, Коцевски, за кој што јас немам во Кочани, они се покажа. Јас за него немам некои прекрасни чувства и емоции. Сметам дека можел за 27 април да постапи до се 1000 пати и да влезе да интервенира и така натака. Не го сторил тоа. Ги делам исто впечатоците дека кога има негови обвинители проблеми со гастроентерохепатолошкиот систем, наместо да преземаат акции, меѓутоа криво седи, право зборува и така. Ако оцената на стручната фела е дека ова истрага е работела добро и готово. Тоа значи дека човечкото надвладеало на другите вака, значи пазете, на другите интереси. До моментот јас неколку пати тој момент го имам коментирано за многу медиуми, меѓу кои и овој медиум, каде што зборував дека со завршениот дел на истрагата за господинот Ристо Крмзов од Струмица, кој што заврши првичниот дел со 15 милиони уште во септември, се закасни со поднесување на обвинителен акт и голем дел од имотот беше отуѓен, продаден, распродаден и така натака, или изнесен надвор, оние готовите пари изнесени надвор од Република Македонија, што сега многу тешко ќе биде да се заплени тој имот во оваа постапка, каде што сега веќе не зборуваме за поврат на ДДВ од 15 милиони со фиктивни 93 милиони, каде што, пазете, повторно грешка на јавното обвинителство што ја коментираме, што во истрагата не е офатена поранешната директорка на управата за јавни приходи. Да, за јавни приходи, госпоѓата Сања Лукаревска, затоа што таа е контролниот механизам внатре. Ако законот предвидел за поврат на ДДВ задолжително контрола, ако некој правен субјект побаруваат поврат на ДДВ, дали е месечен, тромесечен или годишен даночен обврзник, ако побаруваат повише од 1000 евра поврат на ДДВ, задолжително се оди на контрола да се види основот по кој се стекнал со правото за поврат на ДДВ. Вамо имаме фиктивни фирми, на крајот на крештата ние имавме исто така во 2005 година, 2006 госпоѓата Петра Митева, кога беше директорка на управата за јавни приходи, исти таков случај каде што брзо се реагираше, се поднесе кривична пријава, судот си пресуди како што си пресуди, се заврши. Но
по ниеден основ, значи, госпоѓата Сања Лукаревска не може да биде иземена во еден ваков скандал. Значи, со фиктивни фирми, со странски државјани, да се остваруваат право и основ за поврат на ДДВ, а на друга страна зборуваме и кажуваме дека тамо каде што имаме најдобра истрага и најзаконита истрага, имаме субјективност, не знам, прикривање на докази, не знам, факти, не знам, влијание врз јавно-обвинителските органи и така натака, и да е трагедијата најголема, имаме дневно политичка игра со чувствата на семејствата на трагично, со чувствата на семејствата на трагично загинатите и повредените во трагедијата во Кочани. Ако споредуваме Ѓурчевски со Бесатранс, со Ласкарци, со модуларна Тетово, при што Бесатранс беа 45, мислам, жртви, Ласкарци 13, а 16 Ласкарци. Тоа е 16, 14 модуларно. Исто, живи луѓе. Сега ќе се вратам, извини, Богдан. Загинати животи, само за реакцијата само сакам да кажам. Јас се памтам тогаш ние како јавност, тогаш нели друга беше власта, друга беше опозицијата, јас како човек чекаш ти да слушнеш нешто, нели за да дознаеш зошто нешто такво се случило. Така и на крај гледаш пример за модуларна Тетово дека после 2 недели имаше први приведувања на не знам 3 кабли и 2 рандом луѓе и значи првите сомнежи тога се ува дека 2 недели немаше ништо, знаеш, се сеќаваш. Сакам само. И после тоа само да довршам, те молам. После тоа новинари излегуваат со нивни истории. Значи, обвинителството не презема, не истражува. И ние сите чекаме како народ и излегуваат новинари со нивни истражувања. Наместо обвинителството и сите гледаме и градиме став, бидејќи тоа е импут на информации што го имаме. Иначе не може ние на графчиња јас дома да седам и да погодам кој е крив за модуларната во Тетово, така? Така. Нели може прашања поставам, но треба некој да ти ги одговори. Ако обвинителството не ги одговара, ако државата не ги одговара, новинарите зема да ги одговараат и после народот почна да си гради свој суд. И обвинителството пак не постапи. Само да се вратам на претходното ваше прашање, кога го коментираме обвинителството и делувањето на сега опозициониве партии, тогаш власта. Нивното делување Бидејќи спомна некрофилија, тоа е. Не, нивното делување мене ми личи дека они сакаат да си ја сокријат, да си ги сокријат своите слабости и своето влијание во прикривање на доказните и доказните материјали во врска точно со тие случаи кои што сега ги искоментиравме. Модуларната болница, Бесатранс и сообраќајката кај Ласкарци. И може би да компрометираат ова истрага поради можда мешаност на нивни луѓе. На нивни луѓе, точно тоа, затоа што дел од овие обвинители се избрани од ними и поставени од ними во нивниот мандат. И сега они сакаат тоа да го прикријат, зошто? Никој не сака да ги отвори јавните набавки во делот на изградбата на модуларната болница. Кои материјали, што материјали, квалитетот на материјалите и така натака и така натака. Значи тоа е градено во нивно време. Па одлуката за изостанување на заштитни механизми од држава, како времени објекти, како урбана опрема третираш болници во кои што лечиш пациенти. И се која дона таа одлука, дали е таа здраворазумска, законска, незаконска? За тоа не сме да се збори за тоа. Таму се запали објект на државата, Ѓурчевски, не приватен. Така, ама Богдан, не сме да се збори за тоа. Не да се води истрага. Точно тука потврли обвинителството. Обвинителството потврли и на системските слабости кои што ни се во делот на техничките прегледи на регистрацијата на моторните возила, вклучително и автобусите, значи потврли целосно. Ако смеам сега да импровизирам, но ова не е предалеко од вистината. Ако тогаш се покренеше голема акција, после Тетово. Немаше можеби немаше овој хорор во Кочани. Во Кочани да не се. Затоа викаме 63 луѓе ќе си ги имавме. Системските 200 немаше да се повреди. Затоа викаме системските слабости. Значи нели неблагодарно ова, има логика. Ние кога анализираме што променивме ние како држава после модуларната? Што се случи во јавната свест? Ништо, ама пазете, мене друго ми е прашање. Бесатранс во автобус 45 души не изгореа. Јас вака викам. Самата постапка на издавање на лиценци, самата постапка на јавни набавки, самата постапка на действија за издавање на одобрение за изградба на објекти на автопатишта, на магистрални патишта, поставување на реклами и така натаму, кои што го скренуваат вниманието на возачите, во основа е коруптивна.
Во основа е коруптивна постапката, затоа што многу фирми за да изградат бензинска пумпа покрај автопат, не држејќи се до условите и прописите, која оддалеченост, што оддалеченост, како вклучување, исклучување и така натака, реклами, поставување, се со цел да не се скренуваат вниманието на возачите каде што се вози, каде што е дозволена брзина минимум 130 км на час, во основа е коруптивна и основаните сомненија кажуваат дека наместо тие дозволи да ги издават Министерството за транспорт и врски со сообраќајните инженери, тие ги издават Министерството за внатрешни работи. Што е многу нелогично. Министерството за внатрешни работи може да даде само мислење, но не и да ја издават лиценцата. Ти кажам уште два примери, само чисто кои што се во секојдневието и за кои што јас разбирам дека МВР нема 100.000 полицајци, може се да прават во цело време. Так. Еве и ти си работел, ама кажи ми, просјаците на семафори и оние што продаваат јагоди на автопат. Ако сега во овој момент, не дај Боже, некој изгази некој просјак на семафор или некој што продава јагоди на автопат, се што ќе кажеме ни утре, не знаевме дека тоа не сме знаев. Ама од друга страна, може ли постојано некој да ги контролира кој е чарото, не знам, дали драконски казни, пазете. Значи, еве не зборуваме за бензински висока корупција. Не. Ставил две гајби, продава јагоди или продава мед на автопат. На лента што е за запирање. Замислиме не кола ми, нели мора да заправ. Не може да и медарот е тука, така? Значи затоа ние викаме, затоа и е формирана таа автопатска полиција. Таа не смее да дозволуваат да се поставуваат други објекти, било подвижни, било неподвижни, на сообраќајните ленти. Јас немам никаде видено освен и лентата за застанување, Скопје-Тетово. се сметат како сообраќање. И затоа викаме системските слабости кои што кањас постојат во државава треба да се решаваат со измена на закони, таму каде што имаме пропусти, таму каде што имаме правни празнини во законите и така натака. Сите тие услови. Јас, пак ќе се вратам на случајот во Кочани. Кој си зел за право, која дрско се, кој сакат нека ме обвинуваат. Некој лесно запаливи и експлозивни материи да внеси во објект каде што имаме енормно присуство на луѓе, и да ги употреби неовластено. Сега ќе зборуваме за се. Ќе зборуваме, значи пазете, тоа е она што јас викам системски слабости, непочитување на законите. И затоа викаме, зошто? Затоа што некој со коруптивни елементи, со непотизам или по било кој друг основ остварувал права кои што не му припаѓаат согласно закон. Тоа е најголемата трагедија. И затоа во обвинението сите тие се опфатени. Ајде сега да влеземе овдека, испечатив еден текст од еден портал, вели интегрално обвинение за пожарот во дискотеката Пулс. 34 физички, 3 правни лица се товара за тешки дела против општата сигурност. Ке се обидам во да сублимирам зависно како нели ќе тече разговорот, но да ги покриеме сите возможни позиции. Но во суштина се вели дека им се ставаат на товар тешки дела против општата сигурност. Што тоа значи вака? Значи, пазете, тоа е посебно кривично дело во главата кривични дела против јавниот ред и мир и безбедноста на граѓаните, каде што викаме, значи, секое действие со употреба на општо опасни средства или запалување, пожари, поставување на експлозивни направи и така натака, каде што може да се загрозат животите на поголем број на граѓани, е општо опасно действие или вршење на други действија со кои што се загрозуваат животите на луѓето. Се загрозуваат животите на луѓето или на други добра. Се општо опасни действија кои што законот ги казнуваат, ги санкционираат. Сега, казната тамо беше предвидена од 1 до 5 години, сега до 10 години е зголемена, така да тоа стои. Значи, тоа е рамката во која што законодавецот осуден, значи се бараат отежнителни и олеснителни околности за осомничените во постапката, односно обвинетите. Отежителни би биле ако намерно нешто направил, а олеснителни пример овие ако е ако спасил некого. Така. Значи сето тоа си има свое влијание. Сето превзел действија, на пример, да изгаси пожар, да отстрани предмети
објекти кои што можат да... Тука претпоставувам во околностите отежителни или олеснителни се цени намерата и постоењето или непостоењето или нивото на намера. Ама пазете, предумислата. И неукажувањето на помош во таква ситуација е казниво. Каде што имаме општо опасно дејствие. Каде што се загрозени повеќе човечки животи, животи на животните, средината, животната средина и така натака, загадување на воздухот и се. Секој е должен или службените лица? Секој и службените и секој граѓанин е должен да укаже. Како викаме во сообраќај, кога наидуваме на сообраќајна незгода, на повредените имаме обврска да им помогнеме. Значи имаме обврска да им помогнеме. И Иако во основа сите сообраќајни незгоди се кривични дела од небрежност. Никој не посакува да направи сообраќајка, да не се лажиме. Да не се лажиме, никој не ги сака тие последици. Пазете, јас не викам дека некој ги сакал овај настан да се случи. разбира дека не, да. Значи никој не го посакувал овај настан, затоа што во тој објект години наназад се одржувале такви манифестации. И со пиротехники, и со се, но никој не презел действија да укаже, чекајте бе луѓе, некој пат еднаш. Ние во држава имаме многу такви објекти. И затоа вината кај државните пазарни инспектори, кои што се единствено надлежни за издавање на одобрение и издавање на тие лиценци по однос на условите за вршење на таа дејност, е најголема. Исто како што викаме, да, кај полициските службеници треба да бараме одговорност дали превзеле службени действија да извршат контрола во 24:00 да ги отстранат малолетниците, иако првенствено е тоа обврска на организаторот и обезбедувањето. Значи првенствено е нивна, но доколку они не ја извршат таа, а полицијата затекни такви лица внатре, задолжително се поднесува соодветна пријава. Понатаму, како факт имаме, поради немање доволно докази, постапката се запира за 11 лица, меѓу кои двајца поранешни министри. Тие двајца поранешни министри се Крешник Бектеши и Сарачини, така двајца за економија. Не, против Бесник... Крешник, запредна е постапката. Сега, како министр за економија. Тука Дуи претходно викаше, ако се суди Крешник, тоа ќе е доказ за... Да, ама дека државата е антиалбанска. Чекај, Богдан, мислам дека не е против друг, е против Сарачини и против еден пред Сарачини што беше. Не, Крешник е. Нели, немаше... Дозволи, затоа што последната лиценца 2023-2024 година, за која што беше осомничена, државната секретарка во Министерството за економија, беше осомничена дека зела и соодветен подкуп од 7.000 евра, нели тамо се кажуваше. Против нејзе е поднесено обвинение. Извини, Дритон Кучи и Беки Незири. Не, против Бесник. Дритон Кучи, да. Затоа што таа дозвола, таа ли фалсификат лиценца за 2023-2024, која што важеше до пред 2-3 месеца пред да се случи настанот во Кочани, одеше баше во време на министрувањето на Бесник. И ќе се докажува во постапката дали бидејќи на почетокот не беше посочено тоа, после ја расчистија како опозиција, но така знам дека Тама. Сега може ли да тумачиме дека тоа што Дритон Кучи и Беким Незири не се во случајот, остануваат Крешник Бектеши и Валон Сарачини, сега ова е антиалбанско или не е антиалбанско според Дуи? Не сакам да ја водам натаму, но само да прокоментираме како политиката се обидува да влијае во... Точно, па затоа реков, значи тоа влијание и наметнување, односно влијание на политиката врз самосталноста и стручноста на јавното обвинителство во водењево на истрагата, со политички притисок, сака да ја покажи моќта на политичките елити кои што ги именувале тие јавни обвинители. И сега вие одеднаш, значи, тамо каде што јавното обвинителство не утврдило докази за одредени министри во одреден период, 2017-2019 година кој што беа, пошто мислам дека господинот Бесник дојде 2021. Така нешто, ама не, значи да не држиме до годините. Кога е повторно издадена лиценца? Кога е се повторно, а особено е министер во издавање на критичната лиценца, она фалсификувана. Сега тоа треба да се докаже. Која што не е заведена во деловодник. Тоа е, да, со лажни бројчиња. Со лажни бројчиња и така натаму. Треба да се види
дали тој можел да знае за тоа или не, дали морал да проверува, дали не, имал должен начин е. како да Не. проверува. Сега, нели, јас тие прашања би ги поставил како јавност. Второ, бидејќи хипотетички возможно и некој вработен кај него да изработил кај што ќе го испалсификува неговиот подпис, хипотетички велам. Така. Нели, јас тоа сакам од судењето, од постапката. Така. Тие прашања да ги ама затоа дознаеме. постојат графолошки вештачења. Така е, затоа, да. пазете, одговорноста за печатите и за внесување на податоци во деловодната книга, која што е траен документ, тој е траен документ, е на одговорното лице во правното лице, односно на министерот во министерството за било кое министерство. Добро. Дали е МВР, дали е Добро. одбрана, значи тамо не може без негов надзор. Тој е должен да врши надзор. Тој го пренел со решение, може би го овластил и шефот на кабинет, секретарката, Да. или било кој, но тие се должни дневно да му реферираат. Јас сум бил раководител од највисока позиција во СВР. А немало шанса нешто да биде заведено во деловодната книга, а штом се заведует во деловодната книга, треба да го подпишите одговорното лице. И тоа со оригинален подпис. Зато чекаат, викаме, чекаат материјали, еден куп материјали за подпис. Точно заради тоа, затоа што одговорното лице е должно да ги прочита тие материјали, не само да стави подпис. Од каде знае тој што подпишуваат? Може би подметнат документ, фалс. Затоа постојат графолошките вештачења, затоа постојат, за сето тоа си има постапки. Но грижата за печатите и за деловодната книга е исклучиво на одговорното лице. Не може во книгата да се заведи, во деловодникот, да се заведи предмет под сосема стоти број, каде што е заведен друг. Но може да се искористи број од друг предмет да се стави на фалс лиценца. Така може. Тоа е основаното сомнение на кривичното дело. Што треба да се несовесно работење во службата. Тоа е основаното сомнение за тоа кривично дело. Викаме несовесно работење во службата или злоупотреба на службена Факт имаме фалс документ, поентата е кој го направил, кој знаел, кој земал пари за тоа. Кој земал така, значи тога се поставуваат сите тие прашања. Прашањето на корупција, прашањето на изготвување, прашањето на оригиналноста. Што мисли за оние тези во прво време по несреќата, тие тези беа и на Фрчковски и на Арбер Адеми, односно и на СДС и на ДУИ, како нели еминентни лица од СДС и ДУИ, дека небитно е лиценците од минатото, Фрчковски удираше на МВР сега, а овој Арбер викаше дури и фалс лиценцата била истечена 3 дена. Значи, не влегувам во тоа дали е фалс, дека тоа значи не подвргнување под сите контроли на системот кој што треба да ги има, кој што ги немало и во предходната не фалс лиценца. Таа лиценца туку била, вели и 3 дена без никаква. Таа лиценца била употребувана со самото тоа што по било која контрола на било кој покажуваш лиценца, доаѓа некој и ти викаш тој дали ја има. проверует понатака, дали е валидна или е невалидна, не е битно, него тој покажуваат лиценца каде што се констатира дека објектот има лиценца. Во постапката кога се дознават за кривичното дело, пошто веќе овде Тоа е како јас да имам фалс пасош. Не сум Или фалс. не, лична карта. Да. И полицајец ми вика лична карта, Така. еве ти овој гледа, повелете. Повелете. А ако провери во системот, Така. дали постои со ова бројче, Точно. кој би очекувал, дали постои, не постои, но дали постои, тоа што откриваме дека тоа е тоа, откриваме дека е предмет на фалсификување на исправа. И затоа зборуваме дека тамо каде што имаме изготвување на фалсификувана исправа со злоупотреба на броеви од деловодната книга. И пазете, злоупотреба на броеви од деловодната книга со подпис кој што графолозите треба да докажат. Дали е на министерот, дали е на државниот секретар, дали е на заменикот министер, дали Значи графолог може да утврди, не може тука. Да, вештачење на подписи. Бидејќи мора да има рачен подпис, така? Да, задолжително под печатот. Не може како за Бајден што викаат дека имал рака што се подпишува место него. Не. Значи има тамо кај графологијата и по притисок и по разлекување на линија и по прекини. Стручно, разбирам ке се утврди. Тоа си има графолозите. Ако Бектеши или било кој се подпишал на она, нели, графологот ќе каже се подпишал или не се подпишал. И судот тоа треба да го... Тоа е доказ више.
Вештачењето е материјален доказ во постапката. Ако одбраната си има друго вештачење, не може да има тогаш друго. може да има супер вештачење, Така, трето. супер вештачење, од тројца вештаци кои што треба да се усогласат. Коцевски вели вака, Гирчевски. Прво обвинетиот, тој е собственикот на Пулс. Во временскиот период, во 2012 и 2024 година, во повеќе наврати преземал градежни действија со кои извршил реконструкција со пренамена на објектот, при што неконтролирано, без стручен надзор, вградувал несоодветни материјали, синтетички полимерни материјали, полиуретански сунгер, кои носат ризик од лесно започнување и брзо ширење на пожар и други опасности од пожар. Па во наведениот објект не били исполнети минимално техничките услови и основни стандарди и барања за заштита од пожар и за безбедност и заштита од пожар, за да се врши угостителска дејност. Односно, во не бил испочитуван ниту еден пропис во однос на квалитетот на вградените материјали, носивоста, стабилноста на конструкцијата, бројот и големината на излезите за евакуација, бројот на паркинг места, преградувањата на објектот, но и во однос на предвидување, располагање и употреба на соодветни уреди и инсталации, читај аларми за пожар, за заштита од пожари и експлозии, друга ППЗ опрема, средства за гаснење на пожари и противпожарни апарати. Значи, овој објект бил темпирана бомба. Може така да заклучиме? Може така да заклучиме, затоа што, пазете, по тој основ се одговорни градоначалниците, што не предзеле действија преку нивните... Предпоставувам вака, обвинителство тргнува од овде и сега ги лоцира сите одговорните кои што... поединечно, така како што допринеле тоа да се случуваат и да се толерират. Па викаме градоначалниците со своите градежни инспектори кои што биле должни да извршат надзор на вкупната опрема која што се вградуваат. Понатака дирекцијата за заштита и спасување, нели? Која што исто така се земени лица има на одговорност од Дирекцијата за заштита и спасување. Таа е должна во делот на ППЗ, на нема врат туку ДЗС. ДЗС, државниот, значи сето тоа, сите тие затоа се земени на одговорност, затоа што пропуштиле да преземат действија кои што биле должни согласно закон да ги преземат. Дали со ова ти се согласуваш што го прочитав? Дали има нешто спорно во овој дел? Нема никаков спор. Може да додам понатаму. Може. Братот на првообвинетиот продавал влезници над дозволениот капацитет, дозволувал влез на малолетници спротивно на законските правила за безбедност и заштита. Така. Овдека јасни сме. 100%, Значи, затоа што братот пазете, продавал, не така. смел, тој едно што продавал, тој не смел да продават влезници на малолетни лица. Не смел да го надмини капацитетот, ако капацитетот во било кој елаборат стои дека е 240 луѓе, а тој продал 600 влезници, тој сторил кривично дело, луѓе, тој го сторил тоа, ги довел во опасна ситуација гостите внатре, во небезбедна ситуација. Знаете, со самото тоа, како што викаме ние, нели, каде што има енормно гужва, па луѓе, воздухот натре, воздухот, дишењето, не ведне да нема пожар. Намален е капацитетот на дишење, да не се лажиме. Затоа што за одреден простор имаш вентилација во одреден капацитет. Сме биле на концерти во спортски центар Кале, па ќе доваѓале тука, па ќе се собериме, па после 2 минути од самата гужва се потиш и гледаш да излезиш надвор. Обвинета е и собственичка. Пазете, и излезите, многу се битни. Ти мора да имаш врати за излези, за евакуација. И материјалите вградени. Евакуацијата е многу битна. Сега, објектот немал таква намена воопшто. Значи, овој знаел дека нема таква намена, но си функционирал така. Веројатно, нели? Затоа што некој му издавал дозволи, лиценци. Сега во функција на тие дозволи лиценци, собственичка и правно лице од Кочани, на барање на првообвинетиот, изготвувале проект за пренамена на објектот во кој не биле содржани сите фази, односно делови и елаборати кои задолжително мора да ги содржи основниот предходните сите што ги коментираме. Да. Значи, градежниот конструкторот или архитектот кој што е овластен да проектираат, проектантите, градежните инженери, кој што е овластен да проектираат, кој што задолжително треба да води сметка за статика на објектот, прво и основно, понатака. Да си свесен дека твојот печат, лиценца значи нешто. Да, понатака материјалите, градежните материјали кои што внатре ќе се вградуваат, структурата на целокупниот тој објект со сите тие пропратни елементи. Јас не сум архитект. Еве, јас сум и упатам апел до сите колеги кои што работат да си внимаваат каде ставаат печат и подпис.
Така. по 2 сати неделно на други места за да удираат печати, да внимаваат што прават, што прават, доведуваат во опасност граѓани, жители, затоа што не дај Боже да ни се случи некоја друга трагедија. Тоа е најбитното нешто. Ако градежниот инженер каже дека овај објект за таа намена треба да има 4 излези за евакуација, не може изведувач од тоа да не постапи. Ѓурчевски, ама ние сега, не дај Боже, Скопје не би требало да има голем земјотрес како тој во 63-та, кој што не е на ниво на оние катастрофи во Јапонија, например, или она што се случи во Турција пред 5-6 години, 40.000 и нешто. Точно, но скопскиот земјотрес е со малку помала магнитуда од 63-та година и такви земјотреси овде има на 350 до 500 години. Тоа се циклични некои движења. Никој не може да предвиди. Науката, сеизмологијата, тоа си го кажува. И да повторам уште еднаш, дека 63-та година објектите кои што се рушат и наголемите жртви се во објекти кои што се тотално асизмички. Значи, за да нема страв граѓаните дека објектите во кои што ден живеат се далеку подобри, не далеку подобри, нели се барем на минимум стандард. Иако тврдат градежниците дека 80-тите, 90-тите биле она златните години за почитување на стандардот во градежништвото. Но што ако и ние се што правиме поаѓа со премисата што ако, така? Влегуваш во авион и викаш што ако авионот загуби кислород и паѓа, тогаш паѓа маската и ја ставаш на лице. Што ако падне слета на вода и така натака и така. Сега, што ако еден ден имаме случај некој објект да се сруши и да има жртви. И тоаш повторно ќе си ги поставуваме ние истите прашања, ама тогаш нема да е жив можеби тој од општина, градоначалникот, советниците што го смениле ДУП-от, бизнисмените кои што направиле 100 милиони, не ги однеле во гроб 100 милиони што ги направиле, можеби ќе однесат други луѓе во гроб. Нели, што ако? Мора да се постави тоа прашање. Ама затоа ние викаме, а кога се правит безбедносните проценки и кога разговараме за безбедносни ризици, на една страна ги тргаме елементарните непогоди. Поплави, земјотреси, тие се елементарни непогоди, како викаме? Виша сила, законот ги препознава дури да. Невреме, фајчат, поплава, што да правиме, ме разбирате? Значи, че треба тие, но ние мора да имаме план. Каналите да се исчистени, план за евакуација. План за евакуација и така натака. Значи, затоа, за сите ситуации, државата е таја со својот безбедносен апарат, која што треба да ги прави тие проценки. Исто така, твојве колеги во делот на градежништвото, кои што имаат лиценци за проектирање, за пренамена на објекти и така натака, треба стрикно да внимаваат што подпишуваат и како подпишуваат и што легализираат. Многу е битно што легализираат. Затоа што вие не можете објект кој што не исполнуваат, таму обвинителството многу баво констатираат, не исполнуваат минимум технички услови за нормална безбедност на присутните внатре. И ако конструктивниот систем, се стручно да искоментирам, на легализираните дивоградби, било во било кој период од независна Македонија, бидејќи неколку рамки имавме за тоа, може, ама комплицирано е да се испита. Да не речам невозможно е секој секаде да влезе и сега да прави анализа содржина на ДЗИ, статишки пресметки и така натака. Но она што може е да се види дали во објектов има доволно излези или не. Тоа се гледа со голо око. Така е. Така, ако не може да копаме по стубовите, да видиме дали е глатка или ребреста арматура, дали има 6 шипки или 8 или 3, нели? Но може да видиме излези, има или нема доволен број на излези. Затоа викаме за евакуација, најбитното нешто. Тројца градежни инспектори од Кочани се опфатени во обвинението. Бидејќи иако биле должни, вели обвинителството, да постапуваат по службена должност, не спровели инспекцијски надзор и не презеле мерки за отстранување на неправилности кај објектот Пулс. Обвинителството тврди дека свесно дозволиле објектот незаконски да продолжи со работа као кабаре, иако знаеле дека со тоа може да настане штета, со што постапиле спротивно на законот за градење и законот за инспекцијски надзор. Значи до сега тоа го се согласуваме така. Се согласуваме потполно. И затоа тука имаат и одговорност и градоначалниците. Наредни се тие. Наредни се затоа што тие биле должни на овие господа градежни инженери да им наредат, да им Ајде јас ќе ги преиспитам овие тези, ајде со тебе. Може? Може. Да вежбаме судење.
Коцевски вели, тројца поранешни градоначалници на Кочани кои биле на функција од 12 до 25, односно кога прв пат се реновирал и земал лиценце до последната пренамена, да? Пренамената од магазински простор во Затоа што вели, иако знаеле дека објектот Клуб Пулс е небезбеден и незаконски, според урбанистичкиот план и законот за градење не презеле никакви мерки за негово затворање. Прашање, како тие би знаеле дека е тој небезбеден и незаконски според урбанистички план и закон за градење? Ако градежните инспектори, кои што се стручни, Добро. кои што се со лиценци, добро. извршеле надзор. Добро. Тој надзор, тој извештај од нивниот надзор, Добро. че стигнал кај градоначалникот. Добро. Че стигнал, значи тоа е обврска. Нивна обврска да стигне кај градоначалникот и градоначалникот да каже, чекајте, ако ова е спротивно на урбанистички план, ако не е предвидено во урбанистички план, ако не се изведени... Значи овде е ноторен факт дека нема инспекција. Нема инспекција. Нема лажен записник, нема ништо. Тука е одговорноста и затоа сега, дали во постапка ќе треба да се докажува дали овој пријавувал дека реновира или не? Ама веројатно имаше една позиција по која што тие се сигурни дека економското функционирање на диското општината го нотирала. Така? Видете, граѓаните во Кочани викаат и за другиот ресторан што го кршеа, ако ви текнуват, Да. дека и таа дивоградба тоа напред. Али некоја такса веројатно тие наплаќале, смисол Тоа знаеш дека тие во платен промет, знаеш дека функционира, си го провели. Да, данок, годишен данок. Истрагата тоа си го покажала, најверојатно имаат они Ке слушаме на извадоци, студењата во сега, имаат извадоци дека е плаќано, дека има надомес на данокот кој што и припаѓаат на општината од И вршење сега на тезата е дејноста. твоја дека градоначалникот требало да знае Преку градежните инспектори. дека Да, он е надреден. дека нема така. никаква инспекција не е направена. Така. И така да им кажат или иди направи инспекција или преземи други мерки. Или да ги Или санкционират затвори го градежните клубот. инспектори, затоа што градежните инспектори се негова надлежност, не се надлежност на државата. Исто како што викаме, покасно ќе коментираме за државниот пазарен инспекторат. Да, ќе дојдеме и до Значи таму. ќе дојдеме и до таму. Се вели дека собственикот никогаш не поднел барање за реконструкција со пренамена. А ова ми е добро, па и не ми е чудно. Сакам да речам, но сепак проекти нарачувал, односно истиот проект од 2012 со нова насловна е во 23-та, ама тој не за општина, тој е за во економија веројатно. Не го доставувал до градежните инспектори на локално ниво. За локалната самоуправа да го внеси во урбанистички план, дали може да се внеси и да ги предвиди сите тие действија. Значи, затоа не можат они да се вадат на тоа, ние не знаевме. Не бе, пријател, ти си на терен, ти си градежен инспектор, кој што треба да излезиш на терен и да видиш дека некаде се вршат градежни действија, а ти не си издал одобрение. Јавна тајна е дека има полицајци на платен список на газди на локали. На локали. Сум си го чул? Си постапувал во такви случаи? Јас сум го чул. Да, сум го чул, мора и сум постапувал. Мора сме приведувале. Нели, за X пара, не знам, денешно време, обезбедување работеле. Чути. за 500.000 евра, Така. кај мене, кога има инспекција, или јавувај ми, или гледај да нема кај мене. Такви некои шеми од И прилика. ако дојди да бидат попречени, да бидат лабави, да нема некоја голема санкција. Туку проформа да си... Проформа, да, да си стера. проформа да се направи. Дали може би такви има и за градежни инспектори? Има. Нели, сега бидејќи зборуваме, корупцијата е... Овде е се ради корупција. Богдан, Јурчевски се слага со мене. Да, потполно се согласувам, ама затоа викаме системски слабости. Системските слабости кои се? Законски недоречености, законски непреземање на действија кои што си должен да ги презема согласно закон. Корупцијата како најголема рак рана на системот. Значи ние зборуваме за систем години наназад, не зборуваме само сега. Јас не случајно, нели, кога спомнав преđe за Крмзов, зошто ја спомнав Петра Митева? Значи, Петра Митева до 2006 беше директорка на управата за јавни приходи. Истото што го правеше Петра Митева, продолжи да го прави и Сања Лукаревска. Истиот начин на сторување на кривични дело, фиктивни фактури, поврат на ДДВ, оштетување на државата до максимум. Иста ситуација. Односно неводење сметка. Неводење сметка, иста ситуација, непреземање на действија кои што си должен согласно закон да ги преземиш. Основ за корупција не виден. Зошто не презел Ѓурчевски действија кои што бил должен да ги преземи? Најверојатно зел пари или му бил нудени други услуги од сопственикот и така натака. За градежните инспектори се вели дека за постоењето и работењето на објектот Клуб Пулс никогаш не ги известиле
Дирекцијата за заштита и спасување, Така. МВР, Државниот пазарен инспекторат и Министерството за економија, дека објектот работи без да ги исполнува законските услови за таа намена. Веројатно се мисли дека Ако им извршеле надзор, ако ќе утврдиле дека нема и ќе кажеле записниците од таа контрола ќе отиделе кај градоначалникот во Министерството за внатрешни работи, за да им се укажи на полициските старешини тамо, ало, имате диво изградена дискотека каде што ви се собираат млади деца, ово, па по основани сомненија за сторени кривични дела, дилање на дрога внатре. Иако сега не знам што ќе имам понатаму во текстот, но инспектор на ДЗС, ако влезе таму, има право да ти побара до скица, идеен проект, камоли основен, бројна противпожарни апарати. Така се може. Основен проект се живо иде може да побара. Бројна пожарни апарати, бројна хидранти, бројна обученост на обезбедувањето, дали знае да ги користи тие средства. Дали има курс, лиценз, како се вика, така за користење. Да, значи се треба, сето е надлежен да провери. И ако градежните инспектори во Кочани си ја извршиле нивната работа, значи ќе знаеле градоначалниците, ќе знаел Државен пазарен инспекторат, па Државен пазарен инспекторат кога ќе добил таа информација, веднаш ќе се излезел на лице место, ќе си ставил траки, ќе забранил работа, тоа му е обврска. Не може Државниот пазарен инспекторат па на друга страна да се амнестират и да викат не, ние не знаевме, ние не сме извршиле контрола. Па вие паднавте од Марс, вие имате обврска. Обврска дневна, значи во рок од 24 сати, постојано да вршите контрола на сите трговски објекти, на сите објекти кои што вршат одредена стопанска дејност. Ево каде е проблема за градоначалниците. Уште сме кај градежните инспектори од Кочани. Така. Вели обвинението, без овој објект да биде впишан во регистарот на општината согласно член 4, член 4а и 4б од Законот за угостителска дејност, овозможиле да прво обвинетиот да плаќа надоместок за вршење на угостителска дејност кабаре во износ од 4000 евра, од кои половина биле уплаќани на сметка на општината. И тука сега теоријата на случај предпоставуваме, општината знаела, нели бидејќи се ние правно треба да докажеме. Така. Да не навлегуваме дали е Кочани мал, голем град, дали сите знаеле, дали никој не знаел, дали има податок дека знаела, еве има податок. Така, тука е проблемот и тука ќе треба да се истражува. Зошто јас викам, еве овде се гледат стручноста и знаењето и невлијанието врз обвинителството. Значи, обвинителството во истрагата си ги констатират сите елементи кои што го чинат основано сомнението за стореното кривично дело и затоа се поднесуваат обвинителен акт против тројцата градоначалници. Никој не негира дека во Македонија имат многу квалитетни кадри кои што излегуваат од правниот факултет. Проблемот е што тие кадри во правосудството во огромен процент функционираат во хороскопскиот знак сончоглед. И самите, без дури да побара некој од нив, прават она што сметаат дека некој би побарал од нив. Функционираат во рамка во која што сметаат дека треба да функционираат. Зошто? Бидејќи императивот е в сигурицата и фотелјата, а не спроведување на правда. Затоа јас за многу медиуми што зборам. Се додека го имаме онај непотизам во Академијата за обвинители и суди, ние ќе добиваме неквалитетен кадар во обвинителството и во судовите, визави онај квалитетен кадар кој што го имаме веќе тамо. И затоа јас често пати знам да кажам, луѓе, нас треба да ни биде кадровскиот потенцијал од Сдруженијето на адвокати. Апсолутно, како во што е во Соединетите Американски држави. Во Соединетите Американски држави тенденција на секој адвокат е да стане судија. Затоа кога ќе станете судија имате такви државни привилегии, тоа е чудо едно. Ама ако сторите кривично дело ве прават социјален случај, ќе станете хипик под мост. Јас апсолутно се согласувам дека хипик ќе бидете под мост ќе спиете. Меѓу адвокатите дека постои сериозен капацитет. Сериозни луѓе кои што се реализирани, докажани, ситуирани, кои што не би биле подложни на разни влијанија. Кои што можат во овој период. Ево го Панче Тошковски еден пример. Не, само сите кога... Иако млад, успешен, докажан адвокат, еве го како министер, кој може да каже лош збор, освен на пресот на СДС? Не, види, пази, да бараш одговорност од директорот на бирото и од министерот, во време кога они си ја завршија во првите 24 часа, си ја завршија работата. Ги отворија вратите, обвинителството си влезе,
Љубомир, Да, што ќе побараат? Што ќе издадат наредба обвинителството, нека кажат, нека излези било кој од опозицијата дека една наредба на обвинителството не е извршена. Немаше се, од полицијата. Коцевски не се пожали, се реално. Значи Коцевски не се пожали. Значи, ако барате одговорност од некого за било што во оваа истрага, адресата е обвинителство. Адресата не е ниту МВР, ниту Министерство Но за затоа економија. објаснив кои се целите целите, на да. политиката со таквите И затоа тези. е абсурдно, Трагично е да се фрла дамка пошто потоа на ваков трагичен случај. Ама, види. Трагично е за вечно да се носи Ама, дамката. види. Абе дајте луѓе правда да истераме. Надминете се себе си бе Богдан, јас мајко што му викам стара. стално кога разговараме по медиумиве. Исто беше за Тамара Нешковски, Смилковско, Младенов, диво населje. Целта на организираните криминални групи е да си ги сокријат своите злосторства и да си ги задржат украдените пари. Тука морам да ти верувам. И Ти си експерт за гонење такви. опозицијава во моментот точно на тоа работи. Како да плјукам по владава, која што не се мешат и го остават обвинителството најстручно, да ги работиве, еве веќе ги читаме, ги гледаме колку стручно ги изработиле, а валда им е, значи на постапката, они, наместо да кажат дека обвинителството, ама они ако го обвинат обвинителството, тогаш обвинителството ќе им врати. Па вие ни вршевте притисок за ласкарци, за модуларните, за... Па ако е честно, треба да кажат. Тачна, да кажат. Треба да кажат. Затоа викам, и затоа, често пати ја што зборам, дека одредена политичка структура од опозицијата нема легитимитет, нема легитимитет да таа барат од некого одговорност, кој оне што издаде 215 пасоши на мафијата, тој ќе барат одговорност, ајде жити Господ, кој што правеше еден куп проблеми со јавните ништо не знаел, наводни. Или Филипче кој што се прави дека не знаел за онкологија, а Ирена мислам и модуларната дека беше некако во негов период. Да, во негов мандат. Модуларните Ама тие ништо не знаат. Не, тие ништо не знаат, мајката. Тие све ние не сме одавде, како вика во 2000. Зборуваме за ствари директно под ингеренција држава, пасоши модуларна. Да, значи пази, они како вика? Ја не знам, ја у подрум. Да, на подрум бе. Ја на подрум. Во однос на обезбедувањето на дискотеката, одиме понатаму во детална анализа на обвинителниот акт. Така. Поднесено обвинение против управителот на обвинетото правно лице на Агенцијата за обезбедување Така. и уште 4 лица припадници на обезбедувањето, од кои еден воопшто не поседувал лиценца за да врши физичко обезбедување. Проблем, така? Проблем, тој не смеел да биде таму присутен. Против реалниот собственик на агенцијата, за кого истрагата беше отворена пред неколку дена, таа продолжува до незиното завршување. Се мисли на НАЦЕВ, нели, тогаш СДС го нарекоја НАЦЕВ жртвено јагне. Вака да им го мери шумот. Предходно би го нарекувале црн демон, сега го апси, сега тој е жртвено јагне. Ама тоа е создавање фама, они со таа фама, зато ги нарекуваме некрофилска партија. Што мисли за обезбедувањето, кажи ми? Видете, пазете, обезбедувањето си има вина од почетокот, значи од почетокот на припремата на настанов, на припремата, на внесувањето на лицата внатре во објектот. Сега, да направиме сценарио, тоа. Ова е најбитно. Кои лица внесување во објектот? Значи, сите на гостите лицата, или на бендот? И на бендот, и на сите. Пиротехниката, они биле должни тоа да го прават. Пазете, не може јас како гостин натре да влезам со огнено оружје. Па, јас мислам дека не може. Не може така. Јас не поседувам огнено оружје, ама и да поседувам не би го носел во диско. Кој може мене во диското, полицаец. а не сум овластен да носам оружје, нели? Кој може мене да ме прегледат? Обезбедувањето не сме да ми дозволи. Не може келнерката да се прегледа. Така, значи обезбедувањето. И затоа викаме дека работните обврски... Тоа е со закон дефинирано. Со закон, све си има. Значи, затоа викам, има закон... Твој бивш колега Фрчковски тврдеше дека полицијата морала да прегледува лични карти на врата. Овде станува збор за јавен настан организиран од приватно лице или фирма. Тој е должен да ја извести полицијата дека на ден тој и тој во толку и толку часот ќе има јавен собир. Организаторот на јавниот собир, јас и ти правиме концерт. Согласно закон, не бе фудбалски надпревар, Вардар фудбалски надпревар. Фудбалскиот клуб домајчин е должен да си има обезбедување
на јавниот собјект. Редари и така натака. Другото е проценка на полиција. Другото е на полиција. Полицијата е известена и полицијата си прави безбедносна проценка, дали има безбедносни ризики. Во служба за разузнавачки и секакви анализи. По сите тие, не, таа е оперативно криминалистичко разузнавање, нема врска. Него викаме планот содржи безбедносна проценка, па во безбедносната проценка викаме дека ќе има навивачки групи, вакви и такви насилни со предмети. Бидејќи знам за 27 април Окра давала проценки на ризик. Дали има, нема. Секој ден ние протести имавме. Исто тие така тогаш. Ама Богдан, јас имам зборувано за медиуми, тогаш за тие патриотски здруженија. Значи 45 дена тие патриотски здруженија парадираа низ градот Скопје. Кордон полиција си ги следеше, никаде немав ненарушување на јавен ред и мир. Значи, ниту една ден немав ненарушување на јавниот ред и мир. Време на почеток, најавено дека во толку и толку часот завршува тамо до. Полицијата си прави безбедносна проценка и викат за маса од 10.000 учесници, нас ни требат 50 полицајци, условно викаме, разбираш? Сега проблемот овдека е што овој настан не постои никаде во правниот промет. Не е известена полицијата, не се. Ќе дојдеме и до тоа, ама чисто да го искоментирам како позиција. Зато викаме обезбедувањето. Морало да провери се. Ти си музичар, влегуваш со тапани, може да носиш бомба. Не знам. Пред да го проверат објектот, значи они треба, како е по закон се мора 2 сати пред почетокот да влегуваат луѓето, они мора да го проверат објектот внатре. Не дај Боже да има подметнато експлозивна направа. Ме разбираш што сакам да ти кажам? Да. Значи, они се должни објектот како обезбедување целосно да го проверат. Дали има некаде запалива средство, дали има некоја подметна, да нема остаено плин да течи и хемикалија некоја, значи се они 2 сати, зато викаме 2 сати пред да отпочне јавниот настан. Тоа е должност? Тоа е должност на обезбедувањето да односно на собственикот. Собственикот си го купил, си го платил обезбедување. А тука се пренесува одговорност. Одговорноста и обезбедувањето е должно да си направи безбедносна проценка, да си направи план за обезбедување, да се ангажират број на луѓе, дали како тамо 4, дали 40, тоа е нивна проценка. Значи обезбедување на еден објект подразбира многу повеќе од дечко само парови вечерва или дечко... Не, и редар. Јас сум редар и јас ќе се чаталам. Не. Може, не може, фейс контрол. Да, обезбедувањето, работата на обезбедување, каде што се вршат безбедносни работни задачи, е и како комплицирана работна активност. Па, ова што кажуваш сваќам, Значи, секаде. Ако шмрка некој бело во веце во кафич, точно. Значи тој може и обезбедување. Ама тој станува непресметлив и може да го наруши јавниот ред и мир или да стори друго кривично дело. Може да нападне некого од гостите со општо опасно средство, со нож, со скршена чаша, флаша. Значи, ме разбирате? Значи се работи за сериозна работа, обезбедување. А не само Не, безбедноста не се мускули. Безбедноста не се мускули, да равчистиме. Безбедноста е знаење и мозок. Одлично кажам. Значи тоа да равчистиме, да сватиме една за секогаш дека тамо нема импровизации. Во безбедноста нема импровизации. И затоа како викаме, господа градежници, вие ако му напишите на некого дека треба да има 10 изрази, јас имам коментирано. Како ова морам да го искоментирам, извиниме. Како поранешен член на Фудбалска федерација, на управен одбор на Фудбалска федерација, јас коментирав дека нашиот градски стадион нема соодветна VIP ложа, нема блиндирани апартмани за извлекување на VIP лифтностите и временно задолжување во услови ако дојдит до било каква, дали е тоа некоја состојба на предизвикана општа опасност или елементарна непогода и така, или елементарна непогода или поголемо нарушување на јавен ред и мир на навивачките групи и така натака, ние немаме, нашите влезови и излези не се за евакуација. Ние на споредните трибини ги користиме влезовите од главните, од југ и од север, немаме специјални излези. Што не се на ниво на приземје, туку се на неколку рампи. И затоа викаме, затоа и тогаш јас пишував и зборував по медиумите дека тој градски стадион, прашање беше дали исполнуваат услови да се играат, па јас го нареков дека тој стадион е добар за Лепа Брена да си држи концерти.
Кај што нема ризик. Кај што не, не, и тогаш има ризик, ама викаме, мислам, до таму одевне, затоа што безбедносните услови, јас ќе ве потсетам, во Сосиедад, Реал Сосиедад и Реал Мадрид. Реал Сосиедад мора да тепат 85-та минута. Наеднаш за една минута, и тоа директно одеше во пренос, за една минута се испразни 45.000 гледачи, за да после 2 минути објава дека добиле дојава дека има подметната експлозивна направа. Ама и надпреварот беше регистриран со 1-0, па Реал Сосиедад остана во лига. Јас сум бил на Камп Ноу. Е. Камп Ноу има. Сега нели зборуваме за Така, безбедност и за за пристап. безбедност, да. Затоа. Има едно, мислам, над 130, мислам точно 136 влеза околу стадион. Така. И на самиот стадион се едно 90 влеза. Така. И ти знаеш, јас сум во тој и тој сектор, влегувам некаде од 25 до 35 влез, за да после ловам натре на стадион околу 50 до 55. Од 12 до 15, така. Значи да. точно знаеш каде, што каде дистрибуцијата на По картите, по кодот на картата, како се движиш и затоа викаме Така се таму имаш прави, повеќе безбедноста е знаење, во право си. Затоа Во право си. тоа е посебна наука, па ние не случајно сме студирале и сме правеле магистратури и докторати на Не тие завршивте науки. курс, а? Некои 2 недели вечерно за да бидете Не, инспектори? не. Добро. Дел од обвинети се и 4 директори на Дирекцијата за заштита и спасување и еден генерален инспектор, кои во период од 2012 до 2025 година не презеле мерки за заштита од пожари, иако биле свесни за можните последици, вели обвинителството. Не организирале надзор, не спровеле законски обврски, не распоредиле инспектор во Кочани, ова е шкаклива позиција, но ќе ја дебатираме, со што придонеле за настанување, шкаклива бидејќи Тука е системската слабост. кој определува колку работни места каде ќе има? Директор, не вака. Директорот, ама ти поднесуваш барање до финанси, Не. па буџет, ребаланс, Пази, небаланс. ти имаш акт за систематизација. Само да дочитам, те молам па ќе дојдеме до ова. Со што придонеле овие од ДЗС, според Коцевски, за настанување на штетата спротивно на Законот за заштита и спасување и Законот за организација на органи на државната управа. За раководителот пак се вели на инспекцијската служба на ДЗС дека не е организирал и координирал работата согласно Законот за инспекцијски надзор. До 2020 не предвидел инспекцијски надзор во Кочани, а од 2021 постапувал спротивно на методологијата за проценка на ризик. Иако знаел за постојање на објекти како Кабаре Пулс, не спровел ниту една контрола, со што дозволил објекти без соодветна заштита да работат и да ја загрозуваат безбедноста на граѓаните. посетителите. Ете така. Ајде сега со ред. Сега со ред. Значи, пазете, прво, Позиција ДЗС. во секој орган на државата, во секоја агенција, во секоја дирекција, во секое министерство, задолжително има акт за систематизација на работните места за целата територија. Зборуваме сега за она место што за она место во фали Кочани. инспектор во Кочани. Да, што фали инспектор во Кочани. Тоа што не е пополнето е друга постапка. Во таа постапка некој може да се вади, но станува збор дека тој не превзел действија да го пополни тоа работно место. Тоа му било систематизирано, а не превзел постапка. Тоа ќе се докажува на суд. Тоа ќе се докажуваат во судската постапка. Може би презел, ама не државата затоа што, рекла, пази, извини, немаме таму пари. дословце викаме. Бидејќи знаеш на колку места фалат. Да, секаде. Така. Значи, Фалат лекари, фалат сестри, фалат пожарникари, фали полиција. Ама се примати со договор на дело, пази, тој можел тоа да го реши ти со договор на дело. Значи, друго ми е зборот. Таму, како викаме... Тоа си сега штипе на државниот, без кочанскиот инспектор. Значи, пази, државниот вишиот инспектор бил должен да тој изврши генерален надзор. инспектор, Да, тој бил должен да изврши надзор на објектот. Затоа таму викаме тој знаел дека постојат како што знаат за низ цела држава. Тоа му е работа крај крајeva. Тоа му е работа да оди во Охрид, да оди да оди во Охрид, да оди во Брод Македонски, да оди во Пробиштип, да оди било каде. Објекти, гледаш и проценуваш. Каде што имаме присуство на поголема, сега, например, летниот период ќе бидат оние аквапаркови многу интересни за забава, ова, она. Ама и тамо треба да има спасувачи, кои гледа, дали имаш доволен број, дали се лиценцирани или не. Значи, па и за плажи. И за плажи, за се, значи... Јас не памтам кога спасуваш немам видео на плаж. Тоа е нивна надлежност, ме разбирате? Тоа е нивна надлежност. Бидејќи едно време имаше, мислам, после несреќата со бродот Илинден, Така. имаше новите
концесии во Така. кога се доделува имаше спасувачи, ама тоа траеше некое време и после Затоа. Знаеш, ние имаме тенденција да дајме на ние знаеш како најлесниот викаме, начин. ние знаеш кај нас По линија на помал отпор, поголем профит. Она што викаме, ајбе сега ќе трошиме толку пари за безбедност, па ништо нема да им фали. Нема ништо нема да им фали. Превенцијата е најдобра заштита. Вие ако навремено превенирате, ако поставите на секоја плажа да има минимум 4-5 спасувачи, така, Да. нема да изгубите човечки живот. Верувај дека нема да изгубите човечки. Јуждески тоа е како во телевизија струјата да ја врзувал некој роднина на газдата. Така. За да заштеди пари, а не професионалец. Непрофесионалец, И се нас така. овдека да не рокне некој кабела се откачи одгоре. Значи, сето е тоа. Морам со вакви примери и паралели. Зато. Значи ДЗС ти ја сметаш Да. дека и оваа позиција е све логична и не само што е логична, него со еден куп докази према тоа што го гледам. Ќе видиме што значи Најверојатно имате и соодветни материјални докази. Ова е интересна позиција. Од 21 вели постапувал генералниот инспектор спротивно на методологијата за проценка на ризик. Тоа е правилник, посебен правилник, методологија на начин на извршување на Ако не работата. работиш по правилник, ти не работиш како па со одукативен метод па затоа викаме она што викаме несовесно вршење на службата или злоупотреба на службената положба со неизвршување или извршување на службени действија кои што си бил должен да ги извршуваш. Со тоа, овие осомничени, се заклучокот е ова за ДЗС, овозможиле објектот да обавува дејност од забавен карактер наменета за голем број на посетители, иако не ги исполнувал условите за заштита според пропишани стандарди, со што ги изложиле посетителите на објектот на опасност во непроверен и неконтролиран субјект на надзор. И за жал тоа резултираше со Зато хорор. викаме државниот завод за... Одиме понатаму. 5 државни службеници, сега во економија одиме. 5 државни службеници, 1 државен секретар и 2 министри се обвинети за неправилно издавање лиценци за угостителска дејност на Кабаре Пулс во Кочани, без исполнување на законските услови. Според обвинението, тие не постапиле согласно прописите и не иницирале вонреден инспекцијски надзор. Тоа постои како механизам, предпоставувам. Но од економија сега, зборуваме за кога поднел нова брана имаме. Овде се вика Министерство за економија. Така нов механизам. Тој кога поднел барање за издавање на лиценца, они биле должни вонреден надзор да му извршат пред да издадат било што. А тие се впуштиле да издадат фалсификувана лиценца. За 5 мина. Прво дали не фалсификувана, прво не фалсификувана, така, а не спровеле постапка. Според обвинението. Така. За 5 мина, вклучително 20 поранешни министри, постапката е запрена поради недоволно доказен материјал, значи, тоа го кажам. Тој период е слободен, пошто нема пренамени. Периодот 2014, пошто првите пренамени со елаборатот се 2012, 23, 24. Ова е измеѓу и зато тука не може да тврди дека морале надзор да прават, дека се танки, така, и зато се тука танки доказите и зато обвинителството се откажува од гонење на тие двајца. Коцевски вели дека во обвинението детално се наведени пропустите кај секој од лиценците поединечно. Во оваа група кажавме дека е запрена. Така. Како поединечни случаи, Коцевски дополнува дека во истрагата се обезбедиле докази за еден државен службеник кој постојано ги изготвувал лиценците за Пулс и кој директно побарал и примил подарок за себе и за други да изврши службено действие што не би смел да го изврши. Сега, ама овој го вади надвор од групата бидејќи вели дека во истрагата се обезбедиле докази или уствари не, ќе се утврдува сега. Така. Дали за своја сметка дали само за себе или поделил со другите. Меѓу кои што доваѓаат двајцата министри кои што се осомничени, односно обвинети, и други државни службеници кои што работеле на издавање на тие лиценци. Можда за некој овие позиција ме признанија, ние се не знаеме. Не знаеме, тоа ќе видиме материјалните докази кои што ќе излегуваат на главниот претрес, кои што ќе бидат презентирани на главниот претрес. Вели Коцевски, интересно ќе биде судење во следење. Интересно за да се види какви се доказите. Точно, за да се види. Интересно ќе биде. Во 2019... Добре, ја мислам дека медиумите ќе го следат дебело. Апсолутно, да. Нема да го остават. Во 2019 година, од прво обвинетиот, се зборуваме за овој службеников од Министерство за економија, побарал 12.000 денари награда, му биле исплатени на негова банкарска сметка. Тоа значи дека тие имаат извод од банка дека Газдава си платил така. Најнаивната корупција. Во 24-та пак за поголема имотна корист од 226.000 денари. Така. На прво обвинетиот му изработил 2 фалсификувани лиценци. Така.
кој ги заверил со службениот печат на Министерството за економија, Тоа што го а зборевме. на кој своерачно се потпишал како да се потпишала обвинетата државна секретарка. Ова е интересно За срочено. графолошкото вештачење ќе видиме кој потпишал, што потпишал, Затоа како што потпишал. секретарка вика не сум јас. Не веројатно. сум потпишала. Не сум потпишала. Да, ама сега се поставува Ама таа прашање. стои во случајот. Ама вака викаме. Добро. Кој го направил достапен службениот печат, главниот печат? Дали го украл, Дали таа го му украл, дала? дали го злоупотребил, дали чекал соодветна ситуација секретарката или шефот на кабинет да не се присутни во кабинетот, па го злоупотребил службени. Да, се е возможно. Значи се е возможно, затоа постојат, затоа реков ова судење ќе биде многу интересно да се следи од аспект на изведување на материјалните докази. Да. Ме разбирате? Ама ќе треба таму и новинарите многу сериозно и внимателно да Па пренесуваат. затоа сме ние тука, како експерти, како Точно, за да имате фела, увид. научна јавност, да бидете ангажирана, Верувам дека ќе се па и ќе невладините коментираме, ќе одат, ќе да. коментираме, ќе кажуваме, ќе укажуваме и така натака. Бидејќи за 27 април, јас нели правам споредба со она што го знам. Имаше и невладини кои што беа честни во однос на долгото траење на рочиштата. притворите и рочиштата, Но имаше и да. новинари кои што беа апла онака. Апла шарени, Апла апла вилма, обоени. апла шарени, да. Апла шарени, И да. лажеа. Лаже, така. Ти викаш едно, таа пишува друго во текстот, ти се крстиш, читаш вака, викаш мајко му Затоа стара. ти вика. Добро, Да се вратиме. 27 сме го коментирали, сме кажале ќе го, дека тамо допрва ќе нема, го. то прва ќе го Ти коментираме. тврдам дека допрва Јас сум ќе има, зошто? мислам дека сум еден од првите кои што кажав дека докази и дека тамо немаме тероризам уште на медиумите, уште пред години. Го Не кажав. следе во тој период телевизија. Не, ти Не- кажувам, немавме телевизија уште во- од прв пат за еден друг медиум, во кога го Бајбукот. коментирав на обвинителниот акт, јас кажав дека тамо ќе треба многу сериозна работа, затоа што нема ниту еден доказ кој што укажува Па на таа сторено што кривично. работела, мислам дека ќе има прилика на да сторено раскаже како кри- работела. Да сторено кривично дело тероризам. Во основ на државниот пазарен инспекторат, се враќаме на Да, обвинението. Така. Обвинителство појаснува дека доказите упатувале на поинакво ниво на одговорност, тоа е формулацијата, кој во основа паѓа на инспекторите директно надлежни за контрола и самостојни во планирањето и извршувањето на надзорите. И вели, затоа со обвинението се опфатени 4 службени лица, инспектори од одделението за инспекцијски надзор Штип со градовите Кочани, Свети Николе, Делчево, Берово и Виница. Тие воопшто не постапиле според прописите и техничките правила за мерките за заштита пропишани со Законот за инспекцијски надзор. Закон за организација и работа на органи на државна управа, Закон за државен пазарен инспекторат, како и Закон за угостителска дејност Така. и Правилник за минимално технички услови за вршење на угостителска дејност. Иако биле свесни тврди Коцевски, односно обвинителството, дека поради нивното несторување може да настапи штетна последица, но се согласиле со низиното настапување. Дозволете. Ајде. Тука не сме да бидат иземени одговорните лица во државниот пазарен инспекторат. Овој вели дека е друго ниво на одговорност, Не, така, бидејќи добро. овие биле директно надлежни за самостојност во во планирање и извршување во планирање извршување, на да. работните задачи. Да, Арно, ама тоа му е тезата. нивното самостално планирање и извршување на работите и работните задачи за извршување на надзор кај правните субјекти кои што вршат одредени трговски, стопански, угостителски и било какви дејности подлежи на надзор од страна на директорите и стручните тимови во Државниот пазарен инспекторат. Државниот пазарен инспекторат и они биле должни да им извршат надзор. Види, претпоставувам. И по годишниот извештај кога ќе го доставеле тие овие самостојниве, кога ќе го доставеле да ги прашаат, чекајте бе, вие колку контроли, колку надзор извршивте годинава? Јас не ги знам правилниците и Не, законите, зашто земавте но плата? Предпоставувам дека на суд инспекторите можеби така и ќе се бранат. Ќе кажат нас требаше некој друг да ни каже. И тогаш ќе ги откриеме дали е така, дали не е така. Но во суштина, лица еве од ДП и од Државниот пазарен инспекторат исто така биле значи задолжени да делуваат според неколку закони и еден Така. правилник што ги наведов, но не било дејствувано. Овој бил некој магичен семокен клуб. Иако веројатно реалноста е дека вакви како Пулс клубови имало во Македонија можда 20, така. Ама да, ако го земиме коруптивниот елемент кој Бидејќи што он владее, се присутен, на да, секое тој е ниво. на секое На ниво секое ниво. присутен. На секое, сега тој коруптивен елемент е тежок за докажување затоа што ги немаме парите.
Ме разбираш, немаме обележани пари, немаме постапки, немаме и така натака. Никој не ги пријавувал тогаш во времето кога биле сторувани тие кривични дела и така натака. Никој не мисли дека може да се запали диско од некоја искра и да загинат 6-3 деца. Пази, со самото пропуштање на превземање на одредени действија кои што си должен да ги превземиш, укажуваат на елементи на коруптивност. Апсолутно. Укажуваат. Види, ова од прв ден тоа го мислам и сум го зборувал, пак ќе го кажам истото. Ова е најдобар показател за распаднатоста на државата. На системот. Системот, затоа викаме системски. Секој што можел да сгреши, сгрешил. Секој. Така. Секој. Мотивот за грешката. Ние го бараме мотивот за грешката. И за мотивот за грешката викаме постои основано сомнение, корупција. Ме разбираш? Да. Коруптивните разбирам, елементи се еден од главните фактори за ова. Зато реков, не може директорот на државниот пазарен инспекторат да не ја прашат испоставата, колку и таа да има самостално согласно законите. Да ја прашат испоставата, испостава Прилеп, например. Таа е надлежна за Крушево, за Македонски брод. Што сработи, Што сработи бе ти годинава, ама можда директорот, не знам сега. Ама што сработи, пријател? Да не глумам адвокат. Рековме, нели дебата имаме. Дебата, да. Од кај да знае тој за клубчето што ние сме го си го Не е битно, тој нема да именуе објект по објект. Му викат што сработи ти годинава. И ти треба да ми доставиш. Ја му поднел извештај сработи 20 објекти, ама 50 игнорира. Значи тоа е Затоа тоа ќе треба да се утврдува. Знаеш, тоа е финеса, некој мислам, важен елемент. Финеси на постапката и на изведувањето на материјалните докази. Ќе следиме и ќе видиме. Ќе видиме, ќе следиме. И сега заклучокот и на Коцевски и нели на секој што би го слушал, ова е дека секој од овие алки имала моќ и законски надлежности да ја спречи трагедијата. Сега со овој речник искрено мислам дека завршен збор јавно ригорозно се да спречи трагедијата. Божем била најавена. Вистина законите постојат за да немаат трагедии. Ама мислам дека ова дека премногу драматуршки. Не треба добро сега. Вистина е дека ако постапувале, нели немало да има. Јас олку само ќе кажам. Ако постапувале немало да има. Олку само. Ама ова да ја спречи. Ако обезбедувањето не дозволи, ако обезбедувањето не дозволело да се внесат пиротехника, можело да ја спречи. Предпоставка. Така или ако им се дупнела гума на ДНК, се спрешала така немало да дојдат на концерт. Ова утврди ти кој што како и така, утврди и терај на така правил контрола, не правил, требало да прави требало. Последица тоа. Судијата нека цени. Судијата нека цени. Судијата на крај тој кој што треба да оцени. Исклучително важно е да според семокниот АКМИС, овој случај дојде во раце на Филјан Асален, чесен судија кој што таму ќе се суди во судски совет од тројца судии и така натака, значи по сите, затоа што е ова огромно кривично дело. И како мора во суштина судијата да не го интересира ништо од ова што ние вечерва го зборуваме. И најбитното тој треба да влезе како табула раса, нула во главата и да се што ќе слуша да цени на лице. Најбитното што викам јас за кривичното право и за кривичната постапка. Во кривичното право и во кривичната постапка нема емоции. Да. И не сме да има емоции. Но во јавноста има и јавноста прави притисок и тука се прават компромиси со емоции, тоа не е правда. Неправда е тоа. Тоа е неправда. Тамо не смеете, особено кај судиите и кај обвинителите. Затоа викаме тоа, јас дури го сврстувам во делот на начелата во моите истражувања кога сум спремал магистерски, докторски студии, сум кажувал луѓе тамо во кривичното право и во казнено процесно право не сме да има по ниту еден основ да има емоции. Тамо се влегуваат, значи храбро, цврсто, пун со знаење, со работно искуство, затоа што не може судија почетник овој предмет да го добие како главно судечки, тој може да биде во судскиот совет од тројца суди. За да учи занат, за да се полни со искуство. Значи затоа овде многу треба да се внимават. Јас зошто викам, не сме да се злоупотребува трагедијата за никакви политички цели. Дајте луѓе, оставете ги семејствата, нека си тагуваат, нека си е дела тагата, ние како народ, колку можеме да помогнеме. Медицината прави се, еве денеска слушам, преземаат действија, да им, значи се. Факт е дека родителите треба да си бараат од медицината, дека треба да бараат услови. Се разбира. Секакви. И треба да им бараат, треба да бараат и треба да добијат. Тука треба да бидеме сите единствени. Да довршиме само со позицијата пиротехника, ДНК, улога и така натака. Бендот од кој што загина сите, освен
еден член, тој е во обвинението за Панчо зборуваме нормално Владимир Блажев Панчо, кој што е во моментов исклучен од предметот, како и да се вика тоа, бидејќи се уште има во болница. Да, и не можете затоа. Да. Сега. Како резултат на севкупноста на пропустите на сите обвинети, вели во обвинителството, на критичната вечер, како што дополни, на усно договорен настап, без формално подпишан договор со музичката група ДНК, овде пауза една. И сега некој ќе рече, вака функционира 99,999%. Забавите во Македонија. И во ред. Ќе се согласиме дека да. Но дали може да се согласиме дека можеби ако се подпише такво нешто, покрај данокот што ќе треба да се плати, и ќе треба газдата го одврзи кесето малце повеќе, така? За бендот да не му спушта цена, ама без договор, без да... Или да ги подигни цената на влезниците. Дека можеби подпишан договор би произвел некакви други заштитни правни действија. Да, тоа е факт. Тоа е факт. Правните действија и договорот ќе предизвикаат осигурување на присутните гости кои што платиле карта, на засебен закон, право на осигурување, па како викаме, патник во автобус, кој што купил билет, тој има осигурување, патник во авион, кој што купил билет, или патник на брод, кој што купил билет, тој добиват со купувањето на билетот, добиват животно осигурување. Ама како во овој случај, еве, да имаш договор, ама купиле билет децава и без тоа. Да, тука газдата треба да се онадит. Затоа е потребен тој договор. За да тој договор дојдит кај осигурителната компанија, по осигурителната компанија на газдата ќе му кажат, вие господине, проценка на ризик, безбедност може? Толку треба да платите осигурање на гостите внатре што ќе бидат. Ме разбираш? Добро. Значи тој треба да и платит на осигурителната прво. Они си проценуваат ризик, осигурителната компанија, например, за 100 денари осигурување, он исплаќат премија, да кажеме, од 100.000. Но прашај ми е, види, окей, тој дел. Но, еве, ако подпишале договор. Така. Или вечерва, некаде ќе пее, дали има договор или нема договор. Тој договор, дали некаде по закон процедура задолжително се депонира. Како би можела МВР да е известена задолжително на хартија да е дека вечерва има во дискотеката некаков настан. Бидејќи МВР знаела дека има. Добро, знаела. Не, МВР знаела од плакати. Не знам што знаела, ама знаела. Затоа пуштиле инспектори. МВР направиле и план. Затоа пуштиле инспектори. За МВР е башка случај, 3-14 обвинети, тоа е... Како, 20 се сега вече. 20 се? 20 и јаче. Прво беа 14 и 13, да, 27. 27. Значи тоа кога ќе дојде, пак ќе анализираме. Ќе анализираме. Тоа си е други 20. Го тргаме. Како дознале, што действија презеле, кој план го направиле, кои действија ги презеле за отстранување на малолетници, за санкционирање на... Ќе го коментираме, МВР ќе го коментираме. Види, затоа што јас сум правил такви ништо планови. немаше да го зборуваме ако немаше пиротехника во. Ако имаше подпишан договор, во договорот помеѓу организаторот и изведувачот, во тој договор ќе биле предвидени и тие услови. Сакале или неќеле. Затоа неслучајно го спомнав ја законот. Што ќе произвеле тие? Односно, знаеш кој е сега прашањето? Само ајде да довршам, те молам. Вели, заради сценските ефекти при настапот била договорена и употреба на пиротехнички средства, а во клубот се пропуштале посетители, помеѓу кои и деца, со што бил надминат дозволениот број на посетители. Обвинителите утврдиле дека 3 пиротехнички уреди биле нелегално набавени, проблем, и покоен е човекот. Да не? Ама вака... И активирани истовремено преку базни уреди со телескопска антена, односно далечински активирани. Така. Пиротехниката била внесена и употребена без дозвола, спротивно на законите за експлозивни материи. За употребата покрај дел од членовите и придружбата на ДНК, од кои еден дел се починати за еден непрекината постапката, одговорност е лоцирана и кај прво обвинетиот собственик, неговиот син управител на фирмата и кај 4 членови на обезбедувањето. Точно ова што го зборувам. Значи, пази, дозволи, ајде сега, ако имаме подпишан договор, јас тебе, најосновна работа. Ти си пријавен, вработен во една фирма со личен доход. Добро. При исплата на личен доход, земи ја листата и ќе видиш дека се плаќат и осигурување.
Добро. Ме разбираш? Добро. За секој, за војник, за полицајци, за секој вработен во фирма, за градежни работници и така натака. Добро. Премијата на осигурањето си ја договарат работодавачот со осигурителната компанија. Во конкретниот случај, доколку имало таков договор, подпишан договор, тој подпишан договор ќе произвел правни действија од типот на задолжително известување на полиција. Значи ќе активирал некакви заштитни механизми. Сите можни закони. Ме разбираш? Да. И сите лица внатре што биле присутни, што платиле билет со самото купување на билетот, тој се стекнуваат со животно осигурување додека е внатре во објектот. Сега знаеш кој прашање си? Дозволи. Ајде. Регистрираш моторно возило. Добро. И ти викаат, дали осигуруваш патници внатре? Еве, јас кај мене моторното возило, значи покрај возачот ми се осигурани и 4 патници. Добро. Со самото тоа што ќе се најдите во моето возило, ако имаме сообраќајна незгода, вас ви следуваат надокнада на материјална штета по основ на осигурување. Добро. Ама тоа ја види обештетување после настаната штета. Да. Но мене ме интересираат механизмите кои би се Механизмите се покренале. тие. Во тој случај, дури и осигурителната компанија Ќе бара заштита. ќе бара За да си го штити- да си го штитит интересот, Интересот, да да. наплатит, а да не исплатит премии. Сега идаме до еден дел, сакам да го прокоментирам. Кај пиротехниката сме сега, значи. Да. Биле пиротехничките средства биле употребени во целосно небезбедни и опасни услови за преземање во наведениот објект. Тој воопшто не ги исполнувал нели законските услови за вршење устителска дејност. Фонтаните isfрлале искри во правец на плафонот на сцената и како резултат на тоа започнало прогресивно опожарување на полиуретанскиот сунгер Так. со кој бил обложен плафонот во објектот, по кој веднаш пожарот се проширил по должината на целиот плафон, а потоа и низ целата внатрешност и конструкција на објектот. Поради вградените материјали во објектот, кои биле без огноотпорни својства и небезбедните конструктивни зафати, почнал стихина се шири отворен оган, проследен со чат и висока температура во внатрешноста на објектот, поради што помеѓу присутните така. посетители настанало панично последен. бегање преку единствениот излез за евакуација кој не бил безбеден, затоа што на патот за евакуација во пресред на напуштање на објектот, од внатре кон надвор имало двокрилна двонасочна врата која представувала пречка за движењето. Самата надворешна врата немала евакуациона намена со систем за кочење во отворена положба и хоризонтален ракофат со пропишани димензии, заради што дополнително била отежната евакуацијата. Поради целосното непочитување на безбедносните правила за заштита од пожар, преполнетоста на објектот со посетители, настанало масовно туркање и паѓање на посетителите во ходникот, со што напуштањето на објектот било целосно попречено и биле предизвикани тешките последици, образложи Коцевски. Така. Сега, пак ова се е- враќаме во делот на безбедност. На крај е почетокот, фактички, бидејќи... Така, пак се враќаме на безбедност. Да. Пак се враќаме на Не, безбедност. сакам да кажам за пожарот, искрата, првата Пламен. искра. На крајот на обвинението ние повторно доаѓаме на почетокот. Ако имало договор, само малку, ако Да. имало договор, во договорот ќе требало организаторот да им каже ќе внесите пиротехника, ама извадете си одобрени од МВР. Абе, овој ПП апарати немал во објектот. Да, не, во тој случај, ако имале писмен договор, и затоа они отишле на диво. На диво. Значи усмен договор, абе Богдан, абе ова... Ајде, правиме журка, Абе правиме журка, абе безбедност, абе каква безбедност? Ајде правиме журка. Колку деца ќе има внатре, колку млади луѓе ќе има или вкупно посетители, абе ќе налупаме 500, 600, 1000, не е битно, ме разбираш? Битно е профит. Колку треба тебе да ти дадам? 5000 евра. Еве ти 5000 евра, се договоривме. Не водејќи никаква сметка за животите и за безбедноста на присутните гости. Тоа е основа. Не помислувајќи дека може нешто лошо да се случи. Бидејќи нели сите знаеме дека ни бендот, ни газдата, ни обезбедувањето, ни ДП, никој од овие лица не е рекол интересно би било да има интересно, ама да не настанит нешто, никој не го постави прашањето, да не настанит нешто, очигледно никој. Да не се случи или нешто. сигурно секој си викал, сигурно нема да настани нешто. Значи, првенствено го гледаме материјалното, ние џебовите да ги наполниме.
првенствено. Ама за жал 6-20 За 6, тројца мртви, затоа, 200 повредени. затоа За нив викам, кој е должен? Кој е осигуреникот? Сега тука државата е така. Значи кој треба да води сметка за нас? Сега државата води сметка за нивно лекување. Јас сум за да им се помогне. Окей. Тоа да равчистиме Се на што старт. може да им се Се даде. што треба да им се даде, да им се помогне затоа што станува збор за млади луѓе кои што треба да живеат, да работат, да создаваат и така натака и така. Значи тука нема двоумење кај мене по тој основ. Но жалам и криво ми е што ги злоупотребуваат трагедијава што се употребуваат за политички цели. Тоа е башка беда. Тоа е најголемата Прашањата беда. што ги поставува дури ми е... Да, најголемата беда. Ево, имам таму за некој полицаец. Да, луѓе остајте ги нека тргнат. СДС држи пресови, ево, за некој полицаец, дали парите за рекет од Пулс завршувале кај ВМРО и Мицковски? Има некоја нова теорија на случај. Ама пази, Ама ова треба да си малце пореметен во глава за да го измислиш како ама позиција. Богдан, овде станува Пулс, збор. рекет, пари... Овде станува збор за плјукање на криминалците со цел да се заштитат од прогон и да се заштитат, да го заштитат украденото. Пази, да излезиш на пресконференција и да плескаш такви глупости без материјален доказ, да немаш материјален доказ, тоа ти е исто како ја сега да земам овде на медиум да кажам што сакаш. некое основано сомнение кое што нема врска, кое што нема здрава логика. Сите ќе кажат види го будала што збори. Да кажеш дали е вистина дека тој и тој некој учествувал во силување на да кажем малолетник од ромската националност. Условно се, ајде тоа, значи, да обвинам некого дека тој е посредникот, односно монтерот за тоа да се случи таа трагедијата. Мислиш, да. Да се случи трагедијата. Разбирам, да. Луѓето треба да немаш грам мозок. Да. Да речиш, имаме сознание дека имаме сознание дека убедил Деко опозицијата да ги стави тие полиуретански панели. Дека мислам треба да си крајно не токму. Да, така е. Затоа да плјукаш по владата сега овде и по било кој државен орган, не мора по владата. На крајот на криштата опозицијата нека си викат вонредни избори, тоа е работа. Нека викат вонредни избори колку сакат. Ме разбираш? Ќе има избори, сега ќе видиме како ќе поминат. Ќе има избори, ќе видиме како ќе поминат. Но да создаваш вакви лажни конструкции, јас да сум на местото на тој полицаец и тие полицајци, знаеш што ќе им направам? Веднаш тужба на тој што... тужење, да. Да, веднаш тужба на тој што ја изнесува таа невистина. Да ти кажам, ево јавно ќе кажам, една од обвинителките, која што учествува во оној друг предмет, а е позната за јавноста, на еден од осомничените, а јас ова го слушнав преку негов роднина, кој ми соопшти, наставно дека негов близок е опфатен во оваа втора акција и се нели доправа таму ќе се утврдува за сите. Нема вина колкава како што постапување, не постапување. Но каков обвинител ти треба да си на тоа некој претпоставувам младо момче да му речеш подобро да изгоревте вие таму во диското? Пази, тоа се социопати, психопати. Само такво лице може и неуки. Не. Добро, тоа си е друго. Пази, психичката состојба, патолози, да. Психопат може да изговори такви зборови. Монструозни зборови. Да му рече подобро да изгореше во диското. Мислам, ненормална работа. Зато реков, и јас, не сакам да создавам лажни конструкции. А неговиот колега изгоре? Знам и то на служба. На служба, затоа што се овој му бега еден од наркоманите, оде трчат по него за да пронајди дрога. Овој што не му избегал, што изнесол надвор, подобро да изгоре. Ги знам коментарите и зато реков, монструозно би било од моја страна јас сега да создавам некои такви конструкции како што ги создават опозициониве партии. Тоа е катастрофално монструозно. Па јучерски тоа не си го правил ти ни јас, ни за Тетово, ни за Беса, ни за Ласкарци. Пази, јас и сум коментирал, значи на медиуми. А некој друг го правил, па се сеќаш ли? Јас сум коментирал на медиуми, ама сум кажал. Се сеќаш ли на оние зборови, ако ја објавам бомбата за Смилковско, ќе има граѓанска војна?
Ако ја дознаеме, знаеш, за Младенов, да. не може да бидеме држава без да се знае како загина Младенов. Да, или за на площад што се случи. И после што за се Нешковски, ништо не се случи. Истите обвинители, неговите обвинители од специјалното јавно обвинителство дојдоа до истите докази за Смилковско езеро. Да. И се потврди пресудата од претходното судење. И сега, а на тој човек ништо влакно едно не му фали. Ама не само тоа, прво ги лажеше дел од албанската популација на национална основа играше. Национална основа, ја разгорува национална основа и на крај ги прелажува. И пази, трагедијата ја за него што зборам. Тензијата ја крева. Ја за него што зборам. Значи се додека тие луѓе кои што нанесоа таква штета на Република Македонија, сторувајќи неколку кривични дела од главата 28, кривични дела против уставното уредување на Македонија, од типот на доведување на државата во починета состојба, од типот на тероризам, од типот на сите тие дејствија кои што они ги направија на штета на Македонија, загрозување на територијалниот интегритет со потпишување на договорите, идентитетот на македонскиот народ и така натака, се додека тие не се судрат со тие кривични дела и не бидат осудени на минимум 10 години затвор, како што е пропишано согласно кривичниот закон, каде што викаме минимум 10 години затвор за тие кривични дела, каде што не може да се повикуваат на заштита не може да се повикуваат. На имунитет. На имунитет на заштита не може да се повикуваат, а тогаш ние ќе почнеме да градиме еден систем во кој што ќе нема место дека криминалот е исплатлива дејност. Основани се сомненијата и јавните поговарања дека се земени огромни пари и за потпишување на Преспанскиот договор и за потпишување на Бугарскиот договор. Значи огромни пари се завршени кај тие кои што и нанесоа такво зло на Република Македонија. И тие денеска плјукаат по сето ова што оваа влада се обидува да ја спаси и да ја врати државата на еден нормален колосек. Како заклучок, не знам што, дали нешто, мислам, не пропуштивме ништо од она што е содржано во обвинението, но само прво за крај последната позиција во однос на пиротехниката. Тие наврата морало да проверат, претходно да има, нели рековме, договор. Обезбедувањето, Овој што ја носи, Бог да го прости човекот, не е веќе тука. Тврди обвинителството дека не ја набавил легално, него и легално е набавено. Бидејќи претходно покажувањата со прст кон МВР од Фрчко и таа банда беше дека МВР е задолжено, не е прво МВР, ДЗС е за лиценца, а за издавање лиценца на фирма. И на фирма за управување со и кај е магазинот, кај што ја чуваш. И така, и транспортот, во какви комбини го и за употреба, овластен и обучен ракувач со пиротехнички материјали. Ама кој каде носи, што става? Не, тоа не. Сега. И сега да сублимираме. Да направиме на крај една реконструкција. Закажан е концертот. Газда вика, вечерва ќе земе многу парички. Так. Доаѓа ДНК, се местат 7-8 души, фотографот, така. Све што треба. Пиротехника, шанкерите се наместени. Обезбедувањето гледа дека се поставуваат пиротехника, гости уште внатре немат. Гледаат во истиот објект во кој што во 5 години наназад во едно 7-8 прилики имало и огнови. Не опрска, но и огнови. Сега можеби ако нешто е променето во реновирањето 24-та и тогаш да има позапалива тие полиуретански, јас не сум бил во Пулс, нити знам што имало претходно, нити после тоа. Така. Но пак е факт дека и во такви услови, пак работиш во објект што незаконски е пренаменет, со лажни со лиценци без контролни механизми. Обвинителството што викат, употребени се несоодветни градежни материјали во реновирањето во 24-та. Да. Ама па и претходно исто пак во нелегален објект. Пак, затоа викам. Да кажам, значи сите мислат дека вечерта ќе е убава забава и така натаму. Влегуваат многу од повеќе лица, 650 се тврдеше, овде не стои бројка, но тогаш во првите денови дали 500, па беше 600, 650. Факт е дека накрај нашиот биланс е 200 и кусур повредени и 60 загинати. Значи 300. Нека биле пута 2 се 600.
сега. Работите тргнуваат наопаку, значително, не надолу. Тие цело време се движат кон наопаку. Од тоа колку повеќе се пуштаат натре, допуштени малолетници, до непроверка на што се инсталира. Неотстранување на малолетници. Ова е само за конкретната ноќ. Да, наркомани. Само за конкретната За ноќ. конкретната вечер, така е, наркомани и така натака. А се што зборувавме до последнава позиција е за многу претходни вечери во кои што требало да биде преконтролирано. Се тоа за да не дојдат овие работи надолу во оваа вечер. Така. Значи тие доаѓаат во оваа вечер бидејќи претходно не се преземале действија за не дојдат надолу во оваа вечер. Точно. И ете тоа е тоа. на крајот на настапот гледавме едно од тие искрите од едно од тие Како почнува жариштето почнува тлее, веројатно дел од луѓето мислат дека тоа е дел од сценскиот настап, бендот не ни приметува. Ненавремено почнува да излегуваат, да го напуштаат, се создават маса чаа. Тука е проблемот, излезите, вратата. Значи сето си има една ситуација која Дали ти мислиш дека нешто е пропуштено како аспект? Јас и за други медиуми, знаејќи поголемиот дел како ќе одит, јас цело време зборував дека јавното обвинителство својата стручност и своето знаење на случајот Кочани го докажа. Тоа дали претходно зашто беше поведена постапка против државниот обвинител Коцески за негово разрешување заради непревземање на соодветни действија по однос на други. За негово разрешување. Така, 100 ние не зборуваме за тоа, зборуваме дали зборуваме за ова. Дали ова е стручно изработено согласно законот за кривична постапка, навремено, во рок од 30 дена, во рок од 3 месеци, во рок од 90 дена, во рок од 90 дена, значи не е побарано продолжување на истрагата уште за 30 дена, се излезе со обвинителен акт, што не значи дека и во делот на главниот претрес може да се случи да има проширување. Значи си има законот предвидел се, во законот за кривична постапка е предвидено се, така да мислам дека до оваа состојба ќе се дојде. Океј, го чекавме. На крај, сакам да ги поздравам мојата генерација која што синоќа славевме 45 години од завршување на средното полициско образование и сите оние кои што завршија средно 80-та година, кои што не правевме матурски, заради смртта на Јосип Брз Тито, ние сме таа генерација и сакам на сите да им ја честитам, да им го честитам тој јубилеј од 45 години завршување средно образование, со посебен нагласок на мојата 6-та генерација од средното полициско училиште. Ова беше добар завршеток на емисијата, бидејќи накрај меѓу редови ти кажа дека 50 години веќе од твојот живот се бавиш со така 45 од средно 4-49, така. Значи 50-та година, половина век и во овај дел од работата. И си човек кој што знае што зборува, затоа и си често радо виден гостин. Ти благодарам соговорник на сите новинари да размениме мислења. Така и моите настапи нема многу како тебе по моите настапи се да размениме мислења, да се разбира. Да се предизвикаме да му помогнеме, да им помогнеме на граѓаните и они да се вклучат, да дадат информации, известаи, да видат логички да ги посматраат работите, да не наседнуваат на провокации, да не наседнуваат на овие провокации кои што доваѓаат од некои центри. Не наседнуваат, само е тажно да се гледа. Ама не, пази, има некои кои што се злоупотребени, па почнуваат и тие да ги коментираат тие трагикомни. Добро, види. Човек кој што ја знае анамнезата, сега да се враќам пак назад. Кој како делува, јасно му е се и готово се. Тоа не треба им премногу да се црта. На крај на денот ќе има утре судење и на судењето ќе се види што е како е. Поентата е дека го чекавме обвинението, го дочекавме и порака до сите ваши ваши колеги новинари, ова судење треба да се следи ревностно, многу внимателно, со сите податоци. Нималку површно. И со секоја запирка мора да се целокупната стручност, да се користи науката, да се користат научните работници, експертите. Најмногу родителите ја заслужуваат вистината и правдата, но и целата јавност која што сочувствува и со нивната болка и која што плачеше за сите кои што го завршија својот живот во дискотеката Пулс во Кочани. Ова е колективна траума и колективно мора да ја лекуваме. А во однос на родителите, последно што читав вчера завчера,
е дека после обвинението сите дилеми кои што ги имаат Денеска се е договарале. Коцевски обвинителот Денес е во Кочани, денес е во Кочани на разговор со објаснува. Да им објаснит на родителите и на сите оние Така кои што е се најфер оштетени, да се најфер постапи. они се во својство на оштетени и они ќе бидат присутни на судењето. Се Они ќе разбира. бидат зато ги повикав новинарите со цел изградување на реално и точно јавно мислење, значи да се следи целата постапка, целото судење, да се користи стручната и научната јавност, експертите и така натака, за да се прават, значи, едни широки дебати каде што ќе зборуваме само за вистината и ништо друго нема да ни интересира. Љубомир Ѓурчевски, благодарам на одвоеното време, се гледаме следна прилика. Благодарам на поканата. Фала ви и вас што останавте со нас до самиот крај. Верувам дека ви користеше ова поминато време заедно со нас. Верувам дека оние што почнаа да гледаат оваа емисија остана до самиот крај со нас, особено по почетокот на анализата за обвинението во врска со хоророт во дискотеката Пулс. Ако ништо повеќе, барем малку да придонесеме за вие подобро да ги разберете работите, нема тоа никој помирно да спие, но во суштина секогаш е добро да се бориме да ја дознаваме што е можно во поголем процент вистината, бидејќи 100% само еден може да ја знае. Утре по 22:30 нова средба, нов интересен гостин и емисија во која ќе уживате, а до тогаш стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте сопствени заклучоци како што се обидовме ние вечерва со мојот вечерашен гостин. Добро nek Македонија, главата горе.